Стадион, емисија за вашата вистина. Добро утро, Македонија. Добро дојдовте во редовното издание на емисијата Стадион, заедно со вас и денеска столена умот до 12 часа. Слушајте фудбал. Фудбалот не би бил најважната споредна работа во светот ако за него зборуваат само фудбалери, професионални тренери, коментатори, фудбалски работници. За фудбалот најдобро реагираат оние кои што се страствени фанови публиката. Поради публиката се менуваат правила, се купуваат и продаваат играчи. Денеска се одлучивме за еден поинаков формат. Место Дарко Панчев, Јоко Хаджиевски, Боба Бабунски, Војрин Станојковиќ и некои други популарни, познати фудбалери. Ке зборуваме за фудбалот со страствени фанови, кои што се поврзани со големи фудбалски клубови, но и со одредени фудбалери и одредени репрезентации. Како тие го доживуваат до сегашниот тек на светското фудбалско првенство, кој што се играше во Мексико, Канада и Соединети Американски држави, и кој е нивниот фаворит за големото финале утре помеѓу Шпанија и Аргентина. Слушајте ги Зоран Фидановски, мојот колега новинар. Слушајте го Петар Младеновски, Супер Хикс. И слушајте го Рубенс Буратовски, актер. Стадион, емисија за вашата вистина. Прво прашање веднаш за Петар Младеновски. Ова со дресовите. Добар што се? Неле Карлович носеше на Аргентина. Дубиоза колектив Борусија Дортмунд. Вие често носете дресови кои настапувате како Супер Хикс. Тоа го виде од некоја мода или она што го имаш во спортот, во фудбалот, го пренесуваш како страст во музика? Јас имам голема страст кон фудбалот од дете и дури се обидов да тренирам во Вардар, ама Шулинчевски тогаш не ме прими, ми рече каде ти Буцко своевремено, па мора да ги гледам тренинзите на овие младински школи од страна, затоа што имам некој кило повеќе и не ме примија никогаш таму. Иако сме играле фудбал и со Рубенс и мал фудбал денес, сега нешто имам проблеми со некоја препона, па малку правиме пауза, веќе години ме не стасува. Не е тоа никоја посебна некаква посебна идеја, тоа е правено многу во минатото од страна на многу бендови. Ману Чао, Мано Негра, и за Марадона има песна. За Марадона, уш од времето, Санта Марадона, не е онаа полосна која што е директно. Ако сум јас Марадона, како беше? Да, тоа е интересна анегдота која што лично сме чуле од Ману Чао, колку време го чекали, како му испел, како се тресел додека му ја пел песната за Марадона. Дубиоза не носат Борусија Дортмунд дресови. Дубиоза имаат нивни бренд и тоа си го развија низ годините, од имидж кој што го градеа, направи еден супер имидж со тоа што си направи собствени дресови. Само боите се на Борусија Дортмунд. Ние користевме дресови, јас сум колекционер на дресови, па некако спонтано дојдеше кога се договаравме порано бе што ќе носиме на бина и ја обично нудев, имам дресови, викам, сакате ли во дресови да излеземе? И кога имаше нешто вака првенство, па ги користевме тие. Да, Неле Каралич излегуваше со дрес на Аргентина, ако не се лажам, и на други правеа често. И свираа но смокинг оркестра со Кустурица. Да, свираа доста во Латино Америка и затоа мислам дека филм направи Кустурица за Марадона. Така што тоа е еден спој на музиката и на фудбалот. Знаеш, многу луѓе велат рок н рол и фудбал тоа не оди заедно и тоа како оди. Мене ми е, знаеш, и ние како Супер Хикс ја ги чувствувам како екипа. Ние сме 11 луѓе бевме сега на последното патување, значи комплетно една фудбалска екипа и сите сме, освен можеби Дарко, да го поздравам, тапанарот кој што тврдеше дека е највеќе на Челси, а не разликува Челси од Евертон. Па еднаш го лажевме дека гледаме Челси, мислеше дека гледа Челси, а гледаме Евертон, затоа што имаат сини дресови. Другиве сме сите доста вака фанатици за фудбал. Ник Джегер го видов вчера, не беше баш разочаран. Да. Кај рок н ролот рече дека многу се блиску со кој е најдобар фудбалер? Кај рокерите и обратно. Најдобар рокер или фудбалерите не се баш по рок н ролот. Овие денешните повеќе се по, не знам, по тоа што го слушам и како се викаше шведска Ибрахимовиќ, повеќе по народна музика. Види, да, ама еден Джеко кој што е босанец е рокер чист. Додека играше во Манчестер Сити, слушаше Рамштайн, Кис и така натаму. Така што има добри представници фудбалери кои што го негуваат и добриот звук. Не се сите само на Цеца и Шемса. Иако, од моето лично искуство,
кај нас да речеме, која прават одиме на европско со Саша Љулес, кога снимаме спотот, 90% од фудбалерите сепак беа по народната музика, ретко кој беше по некој друг. Па и рок-н-ролот е народен, така произлегло и он веќе корените, ако гледаме. Па, така, да не е некој ако греб. тргнеме со анализа, само далеко од Фирмино Шемс. свири на клавир. Кој? Роберто Фирмино свири на клавир. Ау, браво, Не, некој. има меѓу фудбалерите, има и што свират и во бендови и слично, така што се наоѓа. мислеше за овие од нашите пошироки простори тука. За Македонија конкретно зборам се, македонската репрезентација, знам дека нема многу рокери таму, тоа го знам, лично сум се уверил. Дресови само од Аргентина, затоа што Не, се фан на не, Аргентина. дресови имам преку 100 и тоа имам вообичаено последните години кој каде и да оди, го замолувам или веќе сами ми се од луѓе, последниот холандскиот го чекам да ми дојде. Ми се од луѓе ми викаат што да ти купам од овде. Знаат дека сум колекционер и вообичаено во последно време гледам да се некои екзотични затоа што ова веќе не знам Интер, Наполи имамо директно од Наполи Марадона, тој ми е еден од помилените, меѓутоа сите на Плейн Мол се ставиме само гости. Да. Ова е домаќин. Домаќина, да. Меѓутоа имам Монтереј, Мексико, имам Ривер Плата, имам Стивенеч, кои што играат во трета, четврта лига. Имам такви некои откачени екипи и доста дресови и од Барселона кој што Тоа што е нека 6-7. за мода, за дизајн, за дресови секојаш на прво место биле Рома. Рома. Да. Рома немам дрес, имам една интересна мајца бидејќи беше како реков во официјалниот стор на AC Рома, AC беа така? Атлетик клуб се водат тие. Атлетик клуб. Минатата година, не АС, всушност, не AC. АС Рома се. И во официјалниот стор има на сите скапи дресови, има еден попуст лани во Рим кога влегов и продавачката ми рече соло 10 евро. И викам, чиме соло 10 евро, за 10 евра си купи мајца Рома. Имаат интересен дизајн, ама не би се согласил дека само Рома, тука имаат И има многу вај дрес. има многу. Ливерпул има еден, еве Рубен се ливерпулаш, има еден од 95-та од времето на Роби Фоулер, оној со дебелата крагња, Так, тегнува. Некој ми го стопи тој дрес. Јас Не можам имам ден денес да од Стивен најдам Джи, кој ми го од Стивен Джерард имам со 17-ка број, уште како младинеска беше. Од таму од Лондон, па ми го од Ливерпул, па му го подари на мојот пријател. Еден човек и мене потоа ми го подари и го чувам така, не го обликувам, Мене само го гледам. тоа- Реликвија. Тоа е Само се го гледам. легендарни. За Рома моце се на Да. регресија, значи не знам дали имаат најдобар дизајн или се, ама дека се фанатици како навијачи, дефинитивно исто. Една мала анегдота, мене што ми се случи, 2009-та бев неколку дена службено во Рим. Тогаш Горан Пандев играше за Лацио. Ау, Да, и имаме слободно време, неколку дена беме таму да се организираме, нели да гледаме, баш се погоди едни од тие денови да играат куп натворено, мислам со Торино играше Лацио. И го прашуваме рецепционерот, викам, абе кај да купиме карти за Лацио, не кеше да ни прави муабет. Зашо? Вика, јас за Рома сум, вика, не ми правува. Па дека се објасниме дека абе ние од Македонија сакаме нашиот Пандев, после се смилува, па ни кажа кај да купиме карти за да го дали гледаме. се забележил во Рим, немаш скоро нигде во централно подрачје да најдеш дрес од Лацио. Мислам дека се страшно омразени во Да, тој дел. Они се држат до тој нивни квартови, добро се знае дека имаат и малку така фашо позадина и така натаму, доста се утрасите проблематична, незгодни. да. И таму Пандев тоа го кажа, вика, можеш да играш Интер Милан, си доаѓаат си седат заедно на трибини, ама во Рим вика, Не, тоа е тешка нема, не игра. постои тоа. Интересно и ова, порано имаше Adidas, Puma, Nike се појави. Сега некои нови фирми Па не се гледам. нови него, ние не сме ги знаеле како знаеле. да, како помлади, како вакви, не биле Дизајн на да. дресови правеше New Balance, да речеме, за на Ливерпул која беа. Да. Ген го дрес, паш Про, беше онака. кај скандинавците Хумел секогаш е онака ин, што би се рекло. Макрон е доста пробиен како бренд, зборам не, за французина, клубовите, да. да. И не французина, се разбира, да. И така да има. Не знам, Да не забораваме дека јако и на германското Вардар беа. до вчера што беше нели официјален дреси за македонска фудбалска репрезентација исто има свој пазар, своји луѓе и така. Порано англичаните умро само, тоа е нивни. Умбро беше едно време доста актуелно и капа кај италијаните, да не забораваме, капа кај италијаните, оние да. страйп како си ка линиите и на Барселона. Па на генерално италијанска репрезентација генерално имала најтака дизајн фин, убав. Најштости, Како ќе се вратам години fancy. на Добро, тоа им е у крвните. Не сум некаде. навивал, не сум навивал за Италија никогаш посебно нешто. Меѓутоа стварно дизајнот И е јас. бил секогаш перфектен. Оваа година мислам дека на светското Мексико е прогласен за
добар дрес, води заедно, затоа што Adidas користи, направи да. една комбинација, не е тоа што е Adidas, него направи комбинација на мотиви од Инки Мај и така натаму, од древни Значи има и наследство и уметност моменти тука. и е перфектен дресот. Тоа би сакал да го имам колекција. А и американците имаат секојаш поинакви дресови. Ма од Така. сокер имаат, они немаат од фудбал што. Добро. Нема Добро, вкус американците никогаш. Нивниот председател, американскиот Трамп, се обиде да направи една инверзија дека оствари ова е вистинскиот фудбал, а не тоа вика нашото, дека вика, а ние го викаме ова сокер, вистинскиот фудбал е ова. Хрватите да не заборавиме секојаш заради коцките. Хрватите оваа година беа прогласени за едно од најлошите дресови. Да, и Ова е Официјално, да. Гртиме. Тамо Вистина некој име грт дрес. 500 место беа. Некако не се Хрватите има убав потрудија. дрес Не се 2018 на потрудија. светското во Русија, според мене. Сега тоа е прашање на вкус, нели за вкусови не се расправа, ама мислам дека тогаш има убав дрес. Ова со топките. Сега Adidas се прават за овие надпревари посебна топка. Тоа е со плаќање, како Adidas. Adidas е последните. 1970 официјален дистрибутер на Прават и другите топки, прави Никој сигурно друг и не. нај. Не, Само само Adidas Adidas, го за светските Не, прvenства за зборим. светски не Да, знам. да, да. Adidas е од 1970 официјално на сите светски првенства е до сега. А другиве имаат, нели? Вадат Nike, вадат, не знам како се викаше, едно време во Лига шампиони играа Тигар. Тига, не, италијанскиот бренд беше. Италијанскиот Прави бренд. думи, прават и тигар правеа. Правеа, па ние. Хиена. Да, да. А не збориме за животни. Слушај, топките се добри. Што правиме со чиповите во топките? Се разбери. Што ги ставија? Ја губи драшта. Не да губи драж, него ова е најсмешното светско првенство до сега, од кога го паметам, паметам од некаде од 82-ра, 78 не се сеќавам баш. Меѓутоа од Шпанија 82-ра мислам дека ова е најконтроверзното светско. И тука со Столе не би се согласил дека публиката нешто диктира, мислам дека овој пат други диктираа Не, многу срам. работи. Парите Тренувајќи од диктираат. месецата од Веројатно е сад најсрамно. па до некои Добро, глупи ке правила нови. Пеце. Дубиоза направија лом направија со песната Take Me to America. Може ли еден ден Македонија да доживееме, па од некој од вашите песни е првиот голем хит песни глупави лесни? Не, ние или- имавме гол, беше практично песна која што Ама треба нешто со англиски јазик да за да може сега да, треба нешто, види, со Дубиоза приказната беше, дојде ова што им се случи, оваа популарност на оваа песна многу спонтано 15 на години подоцна. Да, постара, Ова не е да. нова песна. Ја пеев уште, па не знам, тоа беше 2010, 11, 12, кога со Дубиоза често одевме на турнеи, не беа толку големи како бенд. Со Дубиоза сте свиреле? Да, сме свирале многу пати низ регионов и си ја развија дечките својата приказна, работат многу. Еден од најхард working бендовите се, можеме да кажем, во светски Иако рамки. се голема екипа. Голема екипа се, ама кај нив се знае, станува еден работи са бајле тоа, еден работи менеджмент, еден работи социјални мрежи, нема кај нив. А не ние се сме однесуваат малку така како што изгледа, демек не. Не, кај нив е строго поставена хиерархија и секој знае Поделени што прави, улоги. еден готви, буквално така функционираат. Браво. И си ја развија таа приказна и оваа песна случајно им се погоди во оние квалификации со Италија да снимаат еден клип во кој што со ултрасот мислам дека се зенички робијаши, една страшна добра екипа, ги поздравам, сме свирали за нив во Зеница. Тоа е еден од најдобрите екипи навивачки кои што ги знам, робијаши Зеница уште од времето на Југославија. Со нив снима еден клип, тоа стана вирално, отидоа понатаму, се случи да одидат во Америка играа, така, ако не се лажам. Take Me to America се погодија стиховите, играа со Америка и сето тоа некако доби своја приказна. И стана една од најпознатите песни во светот. Па не е било лошо сега да ги викнат на тој половина час што го А ние планираат. дали ќе одиме, а Инфантино ако го направи форматот што го 64 најава за сега. 64 екипи, мислам дека може. Мислам дека Само тоа нема да личи на ништо. Колку добар фудбал играме, треба барем 98 репрезентации влеземе. имат за да влеземе. Види, Се бевме едно време. Зеленородски- Бевме. Големината не е Сега битна, ништо Зеленородски има 400.000, овие Курасаа колку има 160.000, ние па сме Нема добри по. врска големината на нацијата за тоа. Таква работа Па нема. хрватите Туку тоа го докажаа организација, многу така. пати. Многу Организација, чуда, све, волја, желба, правилна, Младински потоа школи. селекција, школи од мали. И треба да имаш среќа како мали држави со сиромашен ресурс човечки, треба да имаш среќа да ти се погоди некоја генерација, да речеме. Така е. Како се падна. Генерацијата условно речено младинската што играше беше Костурот, Така. и додадени Пандев и Адеми успеа да не е битно како преку Лига на нации ние видоме еднаш европско првенство да учествува Македонија на тоа. Филановски со радио немаш искуство. Пеци и Рубен си имаат, они водели емисии. Ти си бил на радио? Не сум Освен бил што се емисија. дружиш со- Не, освен што се дружам со колеги, не.
Пишан медиум, телевизија, да, онлайн медиум, да, радио не сум Најверојатно да има. А со фудбал си играл или само така? Од рекреативно многу време, како младинец, основно речено, или поише пионер, ќе речам, се обидоме малку ваму локал да тренираме у ФЦУ, у Кисела вода. ФЦУ, Да, пробавме и нешто друго, играв неколку спортови, за школа играв и одбојка, па беме нешто добра генерација нашата, па одбојкарски клуб Вардар не викна сите прва екипа на тренинзи, тоа е тој скаутинг систем, значи гледале пионерска лига и утредените у школа дојдете сите на тренинг што игравте прва постава. Колку од нив никој не искочи, но не е битно, тоа е тој скаутинг систем што го збориме. Тогаш беше и систем без пари, не се плаќаше ништо. Не, без разлика, сакам да кажам, имаше многу Вардар што вакво што исто тренира. Во секој случај фудбалот мене ми е онака една од ретките љубови, да кажам. Барселона, Реал Мадрид, колку дреси од Реал Мадрид имаш? Не сум купувал премногу дресови, да бидам искрен. Не сум ја као ПЦ фан 300 дреса различни да има. Нема да. 300 не имаш. Добро, од прилика се. 150 може. Ама да, Реал после Вардар ми е прва, нели, број 1. Сега на сите ние. Да, сигурно Па ја на мислам, сите. поради Да. боите ќе навијаш за Милан или за кој друг има. Не. Нема врска мора тоа, да значи. значи тоа. И не постои патриотизам во навивање за клуб, тука нема така. Така е, се согласувам. Нема врска ќе бидам со искрен, нација, со... Да речеме, не, Ја- јас сум изгорен за Ливерпул, Англија можам да ја смислам како Ете, тентација. Да држи тој муавет. Значи, идентификувањето е со клубот, со клубот. Да. Да, има партизановци многу такви кои што кои играат партизан со некој клуб секогаш навијат за партизан. Кога има некој надпревар, Звезда игра со хрватски клуб. Навијаат за хрватскиот клуб. Замисли, јас Срби. Да, Тоа е така во ултра Ама се тоа е урачува тоа- све така се да, знае тоа правилно. е таквата омраза, условно речено омраза, не е тоа човечка, него спортска у наводници омраза, да најголемиот опонент што им е, нели, као клуб да навиваат и за од друга држава затоа што него сака тој како клуб. Пет се спомна Лацио, Рома, тоа е историско, архетипско, тоа е, нели, војување таму, така да речам. И се знае, кога се оди на надпревар, се случи еден инцидент, ја бев со мои пријатели, Вардар Алкалоид игра, јас сум често сум, ако не на сите на Ракомет, аха. гости на надпревариве. Игра лани една доста важна утакмица со Алкалоид. И очигледно имаат некои нови навивачи кои што за мене се тоа клубови со тази историја и мислам дека и многу Да, немаат немаат идентитет познавање, уште, навивање и да. така натаму. И сега наместија некои пар млади дечки пред нас со Алкалоид дресови. И кои што почнаа да рипаат и тоа во клучни моменти, а се прекршуваше резултатов, тоа беше многу опасно. Тензис. Во еден момент рипна Добре, а не би рекол Пеца Вардар дека Полиција таа се дојде и така. навивачи. Не, Сега- за Алкалоид. за Алкалоид. Алкалоид, да. Тоа е некој нешто така, Кафетинки кафетинки се се викаат, да, што е малку. Да, добар е. Па супер е да има квалитетен клуб како што има и Алкалоид како што има, затоа што тоа е добро за целата лига меѓутоа. Инаку за омразата на клубовите има Бил Шенкли, главниот човек на Ливерпул, има гениална изјава. Вика Евертон дали го сакате? Евертон вика у двор да ми играат, ќе ги затворам Последен тим да ја мислам нема, да. ролетните ќе ги затворам да не у двор да ми играат. Доаѓа у обзир. Видановски, напише на Фейсбук, гледате го Мабапи и уживајте, нема реприза. Што Да. се случи со Шпанија? И сега треба да напишеш уживајте во Джамал, Едит. ама ќе има реприза. И што уживајте во Меси или кој да Сега кажем, конкретно за Алварес или... полуфиналето ако збориме, Да. јас ќе бидам реален, Шпанија одржа час. Тоа направат, нема дискусија и мислам дека буквално сега да не се правиме паметни, ама си дозволуваме поголема слобода и малце да анализираме. Лично мислам, бидејќи ми е у крвта фудбалот, дека селекторот на Шпанија, кого почитувам исклучено како многу интелигентен веројатно, ги затвори двата главни дистрибутери на топки за Емпапе, Дембеле и Олисе и ја умрти скрос играта на Франција. Малку е копија на она реваншот на ПСЖ со Баерн Лига шампиони годинава, кај што Луис Енрике го направи таква една ситуација и кај што А Олисе ПСЖ кој главен француски играч клуб. беше годинава за ПСЖ Баерн. француски клуб, Без повеќе разлика. личеше Дешам да го копира ПСЖ. Да, А, добро, ама тренерот е шпанци се Шпанец, шпанци, веќе, тие да. се најголеми тактичари, во светов нема дискусија, тука јас се согласувам и затоа Шпанија, мислам дека Шпанија според тоа што го прикажа сепак и дава мала предност во финалето. Иако Аргентина покажа најголемо срце од сите репрезентации. Мене Да. Франција ме изненади, Франција многу најмокна екипа и уште 10 играчи има кои што се 10 години наназад е така, ама ништо не прават.
А 10 години е на хартија. Таа е најмокната репрезентација што. Ама факт. Рубенс, ја мислам дека проблемот годинава им беше што нема вистински креативец у средина. Они го ставаа Олисе да биде тоа, он не е тоа. Им фалеше некој креативец кој што ќе ги дистрибуира топките попаметно, побрзо и поинтелигентно, да речеме. Јас со сиот респект ни чува мене, јако е од Реал кај што е мој клуб, нити Парабио се таков тип на играчи кои што може да направат таа креација и затоа спојна извонредни поединци, ама како колектив они Значи таму очигледно има нема друго. Таму очигледно има судир на ега. Бапе, веројатно Бапе се вика, така и Олисе се вика Олис. Се неважно. Гари Лајнекер се сеќаваш го вика на времето, а не Линекер, така да нема да ни зема за зло ако сгрешиме. Мислам дека таму е судир на ега. Тоа не може да профункционира едноставно. Они, јас сум поголем од тебе, ти си поголем, ти си поголем, не ти давам топка пеце, ти зашто ќе даеш гол и ти ќе бидеш главниот. Па не би се согласил до крај со Апсолутно е тебе. така. Мислам дека таму веќе хиерархиски Мбапе е број 1. Нема култ како Меси у Аргентина, никој нема култ Ама како не Меси. може да има. Да, Не може оти он чека топка, не креира. мислам дека хиерархиски таму веќе е подредена работата. Мислам дека нема суети. Може на хартија да е така направено. Меѓутоа, не можеш Дембеле ќе му даде приоритет на Бапе. Зашто? Прво е гениален играч тој. Не е спорно тоа, Стварно не е да. спорно. Меѓутоа мислам сепак дека има веќе некои такви моменти. Проблемот е што на добро поставена игра тие се изгубија. Шпанците им одржа вистински Многу час. крвни, стабилни, Да. не се нервира. И јас паника типувам не ги дека фаќаш. фудбалот сепак ќе победи во однос на срчаноста, еве така да речам, во недела. Ама си дојде да работите некој на место. Во старт, фаворити Франција, Шпанија, Аргентина и Англија споменува, така? Бразил, Бразил може би е најголемото разочарување. И Германија. И Германија. И Германија. Па и Холандија може би, ама не толку е споменува. Не, Холандија не е разочарување, зашто Холандија никогаш. Нема, тоа не е некоја генерација. Ја прв пат во живот не навијам, секогаш сум навијал за Бразил. Не сум навијал за Македонија, затоа што не била на светско, а и не знам дали треба да отварам темата со химната и така натака, и ден денес не можам со цело срце да навијам за Македонија, искрено си кажувам. Оти нема логика химната да се свири ако не се пее. Но тоа е друга тема. Значи јас секогаш сум навијал за Бразил, ова е првата генерација на Бразил за која што не можев едноставно да навијам. Што те одврга? Иако не можам да го гледам тој Ричард. Суети многу, да. Не можам да го гледам Вини Жуниор, иако е гениален играч, ама не можам едноставно таков. Ма се таков- имаш проблем, ти ги плацман, споредуваш, антиклацко, не ти ги можам споредуваш да сите гледам. со Роналдињо, тоа е Ма проблемот. нормално, не со Роналдињо, со плеада, дали е Роналдо, Роналдињо, дали е Ривалдо, дали е Кака, Роберто дали е Карлос. Карлос. Тоа беа 2002, сетете се. Мислам дека Јужна многу Кореја, италијански. Тоа беше како почна светското се знаеше кој ќе биде шампион. Толку беа мокни. Бразил немал ваква селекција на такви гадови во наводници сега да не. Се гадови. Едноставно па и Неймар, ако сум го сакал, ама плачко, нема да Јас ми не се сум го вртиш сакал дури за 3000. Барселона кој играше. Значи, едноставно прва генерација. Рафинја И сега се повреди. Прво сакав Германија ми беше интересна, оти Вирц многу го сакам, не само дека игра за Ливерпул, туку стварно е еднаш у 100 години според мен се раѓа таков талент. Мислев дека Франција сепак е на хартија најболја, ама очигледно дека Потврди малку шпанците и се Португалија, како ако Родри не нема играч тука. А Португалија не знам. Не, потврди. Јака репрезентација има Ама не фаворитска збориме за Роналдо. Португалија? Зборим, да, Не, може за потврли Роналдо, затоа што има извонредни имиња, ама очигледно не ги споил добро тренерот. Имаш лош тренер таму. Да, што нема значи такви таму имаш нешта. еден играч кој што според мене може број 1 у средина на терен Витиња, Така имаш е. Нуно Мендеш, Така е. го имаш Бруно Фернандеш, екстра сезони има, а потврлија скроз. Сега. Не потврља, кај Португалија најголемиот проблем е Роналдо. Така си е. Значи, ја се расправав со големите фанатици за Португалија и за Реал Мадрид и за Роналдо. Сега дека играше ако на секој немаше, надпревар, го тргна. Играше на секој Аха, надпревар. добро. Да, И за тоа да е можеме најголемата според. грешка на Португалија. Значи, човек кој што не може да пружи максимум, не можам да го Непредоместимо. споредам со Меси она што го прави на Така. 39 години. Доаѓа со сета негова со сета почит како играч, меѓутоа и со неговото големо его и суета. И фрустрации, комплекси. И тоа се Значи, пренесува добро, на он цела има екипа. своје Ја наследство, мислам дека наследство формулата на оставено, неуспехот е тука. што Има, меѓутоа не игра сега. Што би го ставили у петте, според постигнатиот успех, у петте најдобри на сите времења. Секој од 6 меѓутоа сега не игра А ништо. има еден друг момент, сега ова се нели ние необавезен разговор, чаршески муавети дека селекторот на Португалија кој што е
Роберто Мартинес беше така? Да, ама се го сменија се и новиот чак ќе бил, ја прочитав дека. Да, наводно им се пушти муавет на почетокот од светското или малку пред почетокот дека преговарал после светското, знаел дека ќе си оди да биде тренер у Ал Насар во Саудитска Аха, кај Арабија. Роналдо. Па сега затоа на Ал го- Насар тренеров е на Португалија, така На пример, нешто така. И сега и тука може да се бара некои причини зашто играл на секој надпревар, зашто друг не играл и така натаму. Зошто не Англија, Ливерпул? Фан на Ливерпул. За Англија се Ливерпул се скаузери, не се англичани, нема допирна точка се. Мислам, има репрезентативци од Ливерпул кои што не ја пеат химната. Нивна. Со кое што ја не се согласувам апсолутно. Ако се настапуваш за еден тим, за една репрезентација, ти мора да почитуваш тоа и не ми се допаѓа химната. Твој проблем. Ако не се видите како. Играчите се платени од клубови. Таму примаат дебели плати, така 300, 400, 500 илјади фунти неделно. И таму се на платен список. Ваму доаѓаат зошто? Затоа што некој батка ги собрал и вика вие сте најдоброто од оваа држава. И настапуваат под едно знаме и се свири една химна. Да не е важна химната да се свири, нема да се свири уопште, нели? Или знамето. И сега, ти ако не сакаш да бидеш дел од таа група, не играј, едноставно. Не ти беше симпатичен за Англија затоа што немаше од Не, Ливерпул играчи. никогаш не ми била симпатична. Ако имаше играчи повеќе од Ливерпул, Стиви Джи бил за мене гений, најголем, бил капитен на таа репрезентација, не сум навила за Англија. На вистина, никогаш не сум навила за Англија. Не ме влече едноставно. Навивањето е од кај па Ливерпул, од кај па Барселона, нели? Од Скопје у Барселона, за Мадрид навиваш. Да, од кај Ливерпул, Од е, кај добро Ливерпул. Мене ми е доприната точка со Битлси, да речеме, со екој на Бени. Да, има со приказ, да. со Гери and the Peacemen, тоа ми биле бендовите со кои што сум живеел, со кои што сум растел. Па сум се заљубил во Майкл Овен, во Стив Мекманаман на времето и тоа продолжува потоа. Инаку нема никаква допирна, тука нема патриотизам. Јас може да сум од Скопје да навивам за Пелистер, да речеме, нели? Да. Тоа е љубовта кон навивањето е нешто што е необјаснимо. вистина дека во секој финале досега или последните неколку првенства мора да има играч од Интер. Па За друг клуб може да се рече? Мора се, Или така не се сум погодило, ама тоа е тоа. Во претходните неколку финалиња сега 2006 Италија стана светски првак, имаше нели Костур, имаше неколку репрезентативци, па Јувентус три. претежно. Да, добро, И Милан, ама ајде. имаше и од Интер играчи, па сега три поред светски првенства не се пласирани. Ме разбираш? А сега Лаутаро Мартинез не може да го заобиколиш затоа што е најдобар играч на клубот кој што е првак у Италија. Сепак лигата италијанска колку и да е ослабена, у првите 4 у Европа, еден куп странци играат, еден куп аргентинци играат во таа лига или бразилци, мораш да го земеш предвид. Човекот играше Лига шампиони финале лани, за да не заборавиме без Ама него земаше Дибала, кој што има патен по А има полско тој потекло. широк ростер така што може е, да уште колку соберат. има таму. Тоа е расадник. Тоа што го прави Аргентина е Лаутаро Мартинес влезе два пати како резервист и практично беше клучен човек. И Вчера си реши, реши, го нареши над преврат и ја реши и пред со кого играа последна со Египет, исто придонесе многу. Така што тука иако ја не сум фан на италијанскиот фудбал, не можам и може ја да сметам мојве ги дриблам цело време дека гледаат неуспешна лига, сите што се фанови на Милан и на затоа што има страшен пат таму последниве 10 години на италијанска лига што ја знаеме и оваа сега. Да речеме, све со Барса какви инвестирање тимови поврзано. имала со Меси, со Роналдиньо, со кого не. Меѓутоа, според мене, најубавиот фудбал на клуб бил Милан 2005. 3-3 финалето. Да, да, тоа беше со чудо. Ливерпул. Кој е Савичевич, кој Ама беше? тоа е Шевченко. Не, Шева и Креспо направи. Креспо. Креспо, да. Кака играше, бе. Да, беше чудесен тим. Дида, Таков кој беше фудбал- голман? Дида беше голман. Да. Тоа беше чудесен тим на Милан. Стварно. Тогаш Берлускони беше, можеби поради Берлускони беше уште И посимпатичен. Анджелоти беше на клуб. Анчелоти што е сега на Бразил, он беше Анчелоти историски е може најуспешен тренер затоа што Не може и е. Да, тренирал неколку клубови, репрезентација прв пат странска и секогаш бил успешен. Значи бил во сите Освен клубови. сега со Бразил. И во Челси, и во Реал, и во Бајерн Михен, и во Милан бил успешен, затоа има наследство огромно, многу искуство. Финонски тебе
има влијанието од Реал што нема у Шпанија у репрезентацијата. Не би има Марко Курелја. А са од Затоа се Понова, финале дека понова. нема од Реал. Марко, не е точно тоа. Не е точно, проблемот е што нема што има многу странци во Реал за тоа. А инаку Игор нема Марко крал Курелја да помогне. реално е најдобар играч, покажа најконстантна игра. Мислам дека у недела тој ќе биде главната пречка за број 10 од Аргентина да се прикаже у целосно светло. Нема многу чудна работа, наместо од Шпанија да го земе шпански клуб, ако е добар, он треба сега го враќаат од Англија. Не е тоа чудно. А поише пари дали англичаните? Пике е вратен од Манчестер Юнайтед Да. назад во Барселона. Да. Родри игра за Манчестер Сити, така што има еден плејада на играчи кои што Значи, играат, кои што мораме се искалија во Англија. да сватиме дека 20 Дени Олмо у Загреб и у Динамо играше. Омо играше од Динамо. Омо игра во Динамо. А овој прв пат за А селекција на Шпанија да игра, Да. како играч на Динамо Загреб. И тоа благодарение на човекот кој што сега е протеран во Босна. Мамич. Олмо затворот е продерен. Па не е во затвор. треба да биде во затвор, ама- само во друга држава. У друга држава и него Нема враќаат. екстрадиција, не. Босна и Херцеговина. Што е скаутинг? Неверојатно. Значи Како? ја го слушнав Што него значи? за го слушнав и за ПСЖ за се. Мене ова се што ми се случува е во недела Барселона против Барселона. Се она што се случува околу Крамер првенство против и сите успеси. Зошто навијаш за Барселона? Некој фудбалер, некој или си бил Не, тамо или едноставно таа приказна музика, прва, нешто знаеш како, Барселона. Прилично доцна, ако мал не бев толку загрен. музички Меркјури од Олимпијадата и Барселона има Кабаје беше. има едно мото, една филозофија на функционирање на клубот кој што се вика Мескеун клуб, повеќе од клуб. Барселона инвестира не само во младинските категории кои што се покажа, еве ги. Брилјантно. Играат сега Барса против Барса. Меси е на Ламасија продукт, Ламин Јамал е на Ламасија, Кубарси, Педри и да не ги набројам Феран Торес, е сите производ на Ламасија и некој други играчи. Најдобриот тренер на денешниот според мене е Ламасија, е Енрике, така на ПСЖ. Не само Енрике, Гени. значи Гени е Гвардиола. Па и Значи, ти Мориньо излезе од Барселона. Сега да не ги бредиме сите, Точно така е, што што се е тоа производ на филозофијата на овој клуб, затоа ги сакам. И затоа што инвестираат многу, не само во тоа, тоа сум се уверил, неколку пати сум бил и на надпревари на нели по музеите на FC Барселона и така натаму, многу инвестираат и во уметноста, многу инвестираат во борба со болести. Тоа е Барселона функционира на принцип на Социјално улеси, општествена на димензија собрание. има. Не функционира на база на Доналд Трамп прекол или собственикот на клубот или Берлускони, туку имаат тоа се вика соси се викаат, имаат собрание. И тие одлучуваат што се случува со клубот, а не е Лапорта. Самоуправување има некој од Или Бартомеу, поширок да. круг, И Каква едноставно демократија има? и многу инвестирање, она што ми се допаѓа во младинските школи и расадник на играчи. Сега тука една мала реплика на Пеце ќе дам за шпанската репрезентација не е спорно, ама во Аргентина освен Меси ни еден друг не е производ на Ламасија. Така е, меѓутоа Така е. најдобриот е сепак производ Нели? на Ламасија. Ни еден друг не е таму. А сепак составот победува, не победува поединецот, нели? Тоа се сложувам со тебе кој рече дека таму страста и енергијата на екипата победува. Меѓутоа разумот овој пат може би за жал затоа што може би поголем фан сум, иако реков сега нема да се нервирам прво финале кај што нема да се Се нервирам. едно ќе ти биде дали ќе победи Аргентина или Шпанија. Се едно ми е. Од една страна ќе се радам Ама ќе затоа се што наоти Меси филе. Негови деца се сите. Слушај, пред 4 години јас Свети Никола славев дома, кога беше финалето Аргентина-Франција, јаваш, значи икона на Свети Никола, на Меси и свеќе, и победија. Значи, во моментов Меси ако го освои ова првенство на 39 години, мислам дека затвора една слика и една приказна која што мислам дека ни Меси големи голем. како Марадона, ни како Пелен не можат да се споредат веќе со тоа. Од друга страна го имаме Ламин Јамал кој што со 19 години дечкото ќе има се освоено освен Лига на шампиони. Значи има европска титула. Видов една има слика светска титула. го Само Кај, мора да тоа е- бидеш, мора да бидеш И тоа е искрен. пророштвото дека го држи и го бања Тоа е како пред- На мал. ова има ова 5-6 светско Ламин години. Јамал не е најдобриот играч на Шпанија. Затоа што е ставен во втор план, затоа што ја игра улогата која што му е дадена да игра. Добро. Не е ни Роналдо, не е ни Меси, туку ги игра оние работи кои што треба да ги изигра. Направи пенал, се намести, а креира акции. Не, ако ме прашаш, Родри и Кукурелја покажа Родри најдобро. е- Родри е за мене главниот. И тука се гледаш како играчот позадина како Мерино беше и Педро Поро. Од каде ти играчи? А меѓутоа влегуваат и целата екипа игра компактни се, многу се сериозни и мислам дека многу разумот ќе победи против темпераментот овој пат. Ја мислам дека Шпанија е Ке прогнозираме, средината имаме ни. уште време. Финалски Реал не е некој елитистички навиваат. Мене од тој агол која Значи, гледам тоа е- не ми се допаѓа, премногу е Пеца нека него некако се надмени ама се. Јас сум тоа се контра она магла Кралски пуштена клуб. од навивачите на Барселона за тоа.
И тука нема да продолжиме таа битка, нели како ви кажат. А Барселона секогаш се радува кога ќе го победи Реал и тоа им е најголем успех. Ова е мала шега, дигресија се разбира. А љубовта кон Реал, ако ме прашуваш тоа, конкретно ми ја има всадено татко ми, кој што исто е уште е жив, 86 години, е по спортот и по фудбал ден денеска збориме у 12 сат, анализираме на превари, фала ти. Се. И уште од времето на Камачо, Аманчио и така, ја бев многу мал, Милјанич тренер, да речеме, и Ептемал за заразата за клубот дека Реал е Реал. Не збориме, не потекнувам од благородничко семејство. Јас сум бил нели, роден у Скопје, потекло од мијачкиот крај, дошле моите тука, се образували така натаму, не сме ли наследници на не знам што, ме разбираш. Ама тоа е тоа, љубовта ми има пренесено да го сакам Реал, уште од тоа време и тоа се Ако ти даде реплика сега 50 и одма баре пенал, не се за. Не, ја сега да му кажам дека Барселона го има најголемиот тренинг камп надвор од Барселона во Мадрид. Не сега пенал, каде што константно ги добива. Види, многу пенали ќе паднат и на Барселона, како што на Аргентина им паѓаат многу пенали. Чекај, Буратовски не ги сака многу аргентинците. Прочитавам пост. Не ги сакам. Срамоте, извинете. Па срамота беше со Египет. Што срамно беше. Срамно беше. Имаш нерегуларно поништен гол на вториот на Египет. Пред 3-2 на Аргентина предходно дека имало фаул, имаше почист здравје на Цала. Имаше уште еден пенал таму на Цала. Имаше, значи, ја немам ништо за Египет, ниту за Аргентина. Така да мислам дека од објективна страна не ме боли уво и за едните и за другите, да речеме. Бескрајно го почитувам Меси. Салах кај игра сега тука малку. Не игра у Ливерпул, толку. Не, Ју не обокалоне. Немам проблем, но не можеш да не го сакаш Меси, кој што е Господ Бог, како така. Така да сум објективен од таа страна. Без да проблематизираме успех, стигнување у финале, второ поред, со можност за четврта титула и да бидат нели една од најуспешните, да ја затвори таа приказна што вика Пеце. Има некои моменти што малку фрлаат една ситуација за расправа, за дебата, вака, макар и за во радио емисија, а тоа е дека некојаш варот, ја тоа би сакал да го продискутираме, не се упали кој е тој што одлучува кога ќе реагира варот, кога нема да реагира за некакви стартови контакти или што и да е. Инфантилно. И тука е проблематично, затоа што во денешната технологија отпосле излегуваат многу слики моменти кај што имало, па имаше и Меси копачка на играчот на Алзир, па не доби никаков картон. Нели прво коло, така натаму. Тука да не разговараме. И сега тоа е малце, ако имаме еднаков аршин, треба кон сите да имаме еднаков аршин. Контактот и јас се согласувам дека врз Салах е фаул ако претходно е поништен голот за контактот 25 секунди таму кај корнерот. Ама сега тоа е, знаете како? Значи, политиката тука навлегува, барем според мене. Египет е репрезентација која што е голем поддржувач на Иран, која што мораше да биде избркана од таму заради политиката и така натака. Им дозволеа шведските шампиони да ги избрка како човече. Не долази во обзир. Не, ама и реално Рубен сега да речеме Аргентина е поквалитетна од Египет. Ама тука нема дилеми. Апсолутно. Тоа дека одигра совршен меч Египет. Не можеш фудбалот за жал да го одвоиш секојаш политиката, а може би за среќа затоа што се надополнуваат за да добие поголема популарност. Катар како беше добиено? Затоа што многу пари има. Затоа што се дадени овие паузиве на полувреме, мислам го уништија фудбалот, затоа што милиарди чини милиарди се израчунале американците дека не ги интересира фудбал. Американците спортот е шоу бизнис. И за тоа се најконтроверзниот момент, без разлика, ја може да имам пристрасен ако почнам да анализирам ситуации за Аргентина и слично, меѓутоа поништување на црвен картон по реакција на председател на држава. Језиво. Државен удар. Од тука натаму како речен, не знам кој беше спортски работник, србен хрват, вика, вика затворете, веќе нема смисла. Тука сум и она со кабелот со хрватите регистрирана топка, чипот регистрирал контакт, а од кабелот се одбива топка, Англија дава гол. Страшно. Реагираат норвежани. Белгиците го спаси образот со картонот, што победија чисто и одржаа лекција по фудбал, како зине. Тоа беше. Ама знаеш што, највеќе ме многу така лежерно, инфантилно, после тоа вика, аз се среќам, се слушам секој ден по неколку пати сутран, значи како ништо да не после зборувам, после мора и на работа да извини, знаеш зашто е нерегуларно веќе?
Значи белгиците велите победија. Да, окей. Да, Лукаку Кај го знаеме дали ќе имитираше. победија со босанците? Тоа никој не може да го знае. Да, Значи веќе. од тој миг, од првиот преседан, ти веќе имаш нерегуларно првенство. Зашто не знаеш како Босна ќе одиграш. Оние која поминаа Америка, тоа ќе беше нели? Се согласувам. Сакав да кажам дека мора да имам предвид дека Инфантино е бизнисмен. Ја така го гледам. И тој гледа тука FIFA да заработи и он покрај FIFA многу пари. Најбогатата фирма на светот. Да, апсолутно. Она што го кажа во една прилика, сега читав деноеве Марадона 2018 како ќе се подели, како ќе се фудбалски се напревар. предвидел. Значи, сум имал прилика, исто сакам покрај фудбалот, ја сакам многу кошарката, НБА кошарка ми е слабост исто. И пред 20 на години во Америка имав престојав еден месец на една програма медиумска. Во Вашингтон ги гледав Вашингтон Визардс и Мајами Хит кога играше Шекил О'Нил и Дуейн Вејд за Тоа било Мајами. доживење. Одлична надпревар, најдов ми некоја карта, уште тогаш беа Ама да гледаш високи, од да, ама гледав 5 од километри. озгор. Што ми беше поентата? Ја платив картата околу $55, тогаш се сеќам за најгоре негде, Е орлите. кај Орлите, и уште $35 потрошив во текот на Пуканки. напревара заради многу паузи. Пуканки, хот-дог, кока-кола, пиво. Бизнис треба да бъде. Бизнис е тоа. А како И ќе им платат неделна плата на тие Точно. луѓе И што мора играат? да има паузи за да има тука да се врти парава. Тоа е тоа. Ова е добро за театар да правите такви од американци да научите паузи, ама ако направите Ама пауза тоа ќе не е нас ќе театар. Па нека да го уништи театарот како што го Тоа не уништи е фудбалот. Меѓувреме. Па, Зашо го Види, варот е многу дискутабилна работа. Многу луѓе ќе кажат дека е варот окей, дека е супер, меѓутоа мене ја имам една реплика од едно интервју што даде Тиаго Алкантара, еден од најважните шпанци, така, играч од среден ред. Значи вика, он е најголем противник на ВАР и вика нас на фудбалерите ни е дозволено да грешиме. Пас погрешен, гол да примиш, да не дадеш гол. Зошто тоеш да не му е дозволено на судијата да сгреши? Сега нормално не извини безобразието со рака на Марадона. Тоа е веќе не фер, заради тоа што според мене спортот е витештво, а витештвото подразбира честност инаква. И нека не победи вака. подобриот. Не е hand of a god. Тоа е измама, според мене. А ја го обожавав Марадона. Добро, аргентинците си направија легенда од тоа. Ама тоа е паметно за една Да, нација. Слушај, ако не беше таа Божја рака, сега малку мала дигресија, мислам дека ќе го немаше најубавиот гол на сите времења на светски После првенства. тоа, А после тоа Вероvatno. истиот Така, натпревар со истиот Англија. натпревар, да. Ау која направи 86-та, браво, Само еден има слична реприза. Од Барса направи Меси. Меси. Меси направи многу Меси со слични. Гетафе Ама или без со малку Бетис. Истите Без потези, малку истите движења, истото се. Добро, тоа е тука веќе зошто велам и политика за жал. Кај аргентинците и кај англичаните не можеш да го избегнеш тоа војната Фокландите. Малвини за аргентинците Фокланди за и тоа и ден денеска како дебата Види, постои тоа е на еден политичко ниво, несреќен- ама постои во срцата и во главите на тие што играат. Несреќен историски момент, се ако Да. го спомнаме во пола минута би пробал да Ако го објаснам. освоија да. со Марадона, тоа беше 86, а Фокландите се 82. 82, така беше. Непосредно после. Значи, несреќен историски момент, тие острови се многу блиску до аргентинскиот брег, релативно збориме споредбено, нели? Е многу далеку од Велика Британија, ама сега знаеме која била британското царство на времето и што све Тачерка владеела. беше тогаш. Тоа е едниот момент, вториот момент, да не забораваме, Аргентина во тоа време е владеена од воена хунта која што има катастрофални ситуации и политички и За да дефокусира- на лични права и економски и за да дефокусира на билда патриотизам со тоа што ќе направиме инвазија да се ги земе тоа што ни припаѓа, нели? И станува ситуација за несреќен момент. Од другата страна имате еден цврст, според мене, политичар, Маргарет Тачер, еден од најдобрите британски премиери, мене ако ме прашате, во историјата. Главниот виновник за нерешавањето правилно на убиството на 87 навивачи на Ливерпул, Нотингем Форест, која паѓа Хейс, кога а не. она е главната што ја заташкува работата, да не е Во времето полицијата. на Маргарет Тачер. Да не е полицијата виновна, која што ги отвара вратите и овие навлегуваат навивачиве на финалето од ЕФА Куп, она е главниот виновник. И според мене е она црна точка. Нели, као навивач на Ливерпул, ама и како човек нормален кој што Јас не сака такви. Нема да ти опонирам Главно. тука, окей, јас
се согласувам со тебе за ова што го кажеш, меѓутоа нема да ја гледам низ призмата нели само на еден момент, зборев генерално. И од тие причини тоа раѓа патриотизмот раѓа нели ден денеска се враќаат да се навраќаат, секогаш патриотизмот билдањето значи и подобро заедништво. Аргентинците ги гледаме сега низ овие рилсови што ги вакво дека пеат еден куп песни поврзани, тие заедништвото уште посилно го прават. Се билда пред недела буквално адреналин за да изгине на терен. Играчите вчера извадија транспарент на крај, не знам дали ја видовте таа фотка. И у Катар, значи пеа малку непримерни песни контра французите после тоа финале, Абе, тоа на стадионите, како ти кажа? Не, играчите. What happens in Vegas stays in Vegas, што би рекол Сашо Паркет, кој што е за Пелистер, еднаш разговаравме во радио. Што ќе кажеш мигам сега за оваа ситуација со Каролина Гочева за Вардар, Пелистер конфронтација. Вика, what happens in Vegas stays in Vegas. Тоа е... Он бегал од комити и јас бегал од Шкембари, меѓутоа имам максимална почит, не на тој начин до таа драстична некоја варијанта на навивање, меѓутоа тоа било присутно секогаш, тоа не е ништо ново. Мислам дека сепак и играчите не треба тоа да го прават. Тие се сегаш. Не. Ја не зборам за навивачите. Навивачите се навивачи и играчите не треба. Се сеќавам дека Енцо Фернандес у Челси после се извинуваше на колегите французи. Многу се извинувале, не знам. Да, заради такви има многу интересни работи. Да речеме, нели многу беше атрактивно за светов како навиваат норвежани. Така, со тоа веслањето. Сега малку не мора длабоко многу да одиш, малку под длабокото да сватиш, тоа според мене е нешто слично као Зиг Хайл на германците. Зошто? Затоа што веслањето на норвежаните, на скандинавците, е поврзано со што? Со плячкање, силување, убивање по брегот, нели, Франција, Англија, ама тоа е синоним, нема друг синоним не би смеело да постои. И се замислете германците со Зиг Хайл да прават со раци. Не знам дали го видел оној фанот на Норвешка кој што одби, еден од 2000 кои што беа на трибина, одби да го прави тоа. Така? И го снима и го праша зошто ти као единствен си што го бойкотираш, вика ние не веславме, ние едравме, вика. Згоре на тоа, ама какви се овие глупости имаат и норвежаните своји темни моменти историски. Ама они не има идеја, јас верувам дека не има идејата, нешто ние. Тоа е на момент на ама е символ за нешто што не е окей. Сега на шпански. Знаеш, тоа викањето, тоа е исто, само што направија нова парадигма за викинзите, дека тие се наследници на викинзите. Ама викинзите се синоним за убивање, силување. Добро, ниф им се крадење. Шпанците го направат тоа, они конквизатори, па и португалците, они го освојувале таму, како освојувале? Со цвеќе освојувале таму, убивале. Стадион. Емисија за вашата вистина. Муратовски, си глумел некојаш по театар, фудбал или неке што го сакаш? Не, глумам фудбалер. Со Пеца кој сме играле, глумам. Јас, значи, верувајте, не верувајте, 55 имам полни, 55 типо. Јас секоја втора вечер, ако не секоја вечер, се заспивам играјќи фудбал во главата. Јас си тренирал, требало фудбалер да бидеш. Да. Како играм, како додам, како мало дете од 5 години. Ама си тренирал доколку? Не, ништо не сме. Јас ке тренирав, ама бев на снимање. И не се шалам, стварно. Значи, многу сакав фудбал. Проблемот е што многу мал почнати булки крекшините и тоа те тргна од иначе фудбалер. Многу сакав да бидам фудбалер. Многу преубава работа. Кои се твоја генерација што испаднаа фудбалери? Се дружал со нив? Се сите. Не сме толку стари. Не дај Боже. Ама немам појма кои се мои фудбалери. Јас и пинг-понг тренирав малку. Ракомет се обидов да тренирам, ама почнав ракомет да тренирам многу стар. Добро, за глумци треба кондиција, треба спорт, мачки на глава, бова ја гледа. А што за него не треба 3 сати да риба на сцена? Мене ми најдоа кога ми правеа проверки за некои оперативни зафати, нели ти мерат срце, пулс и така натаму, ми најдоа тоа како си брадикардија, успорено. И сите ме прашуваат, ти си спортист активен? Рипа на сцена. Да, и мислам дека директно им тоа ми кажа еден физиотренер на македонската репрезентација, вика ти секоја свирка, вика секој концерт ти вика практично. Да. Тренинг, и тоа него мислиш ти со пенали и концерт поголема кој трчање. Прочитав негде Брус Спрингстин има 73 или 74 години сега. Море повеќе да нема. Значи човекот секој ден тренира 2 часа, се храни by the book што би рекле, неколку години така, за да има кондиција и на таа возраст да ги издржи концертите што му се закажани. И поп, знаеш што направи кога да Скопје? Се резервираше термин на базен 2 часа.
И сите мислат, знаеш, тоа е некако рок н рол, дроги, дека тоа оди. Тоа некој мит, ја види го Мик Джегер 80 години има. Како може така да изгледа ако бил наркоман Мано или... Чао, сите овие поголеми ликови кои што сум од музичката сцена што сум ги запознал, Живеат сите се дисциплинирано. максимално посветени на здрав живот, на спорт и Има на... шега, Нема да Кидрича се издржи, вика, тројца лекари им рекол дека ќе живеам уште 6 месеци, сите тројца се покојни, вика ја живеам уште вика. И пета. Финалето во Истанбул, Милан Ливерпул. Авионот го пилотира Брус Дикинсон. Да, да, Ливерпул. он е Тие- професионален тие пилот, професионален пилот и така да и е навивач на Најдобар Ливерпул. пејач. И се Брус Дикинсон го лета авионов. Брус, дај малку застај на бензинска да не сопче. Од тие таквите рок н рол фаци само Ози Осборн не е нешто за узор земање, а е Не. голем фан на Астон Вила, дури направија Аб да Вила, нели дресови со негов лик и така натаму. Инаку повеќето од овие од оваа фела се Ози Осборн веќе смртта му направи ревајва, колку и да звучи тоа, го почна. да, добро, неговата ситуација беше одамна веќе. Така да фудбал и загрижувачка. спорт, фудбал и музика е многу поврзан. И спорт и музика. Еве со спорт и музика. Ги бива за шоу американците, сега 25 треба да биде во финалето, се не знам дали Половина дефинитивно е час е така или просто половина да час ги да се прави концерт. Шоу. Како на Супербол. А рекламите на Супербол се најскапо нешто во светот. Да, Што да. ќе им се оладат мускулите? Тоа сигурно Ама мора да кој има ги прашува играчиве? Да, кој ве врти? Кој го прашува Трамп дали треба да му се јави на Инфантино да му рече скини го овој црвен картон за овој? Нема. Таму е веќе во Машина. машина ставено тоа. И ние гледаме дека веќе не може да реагираат ни репрезентации ни фудбалери. Сите се жалат, имаш ти hydration break на 19 степени на дожд во Мислам Торонто. глупост. Божија. Каде понатаму? А Што- затворен е стадионот А и затворен имаш е стадионот. климатизиран 24/7, 22. Некои небулози, значи тоа е се веќе Рубен што го спомена, значи Безсмислено. бесмислено и се е само за пари и за бизнис ништо повеќе. И губи тука магијата се губи на фудбал. Мене ми е ова најконтроверзно и без врска светско првенство до сега. Заради бројката за мене е добро затоа што дозволува помали некако да дојдат до светско помали репрезентации. Да, меѓутоа помали мене ми се нации. случило прв пат да видам надпревар што се сметам за фудбал фанатик дека е одигран, а не сум знаел. Шкотска со кој беа во група, не знам некој надпревар од 4-6. Азербејџан да не, кој беше? Не, кој беше? Узбекистан. Узбекистан беше, да. Значи, надпревар што не знам дека се случило, мене тоа не ми се случило порано. На светско. Овие играле. Знаеш, тоа не ми, јас 7 во 4 са бајле гледам 64 Аргентина. сега кој ги прави. 64 ја не знам, земе одмор. не треба да има, значи, квалификации. Значи, сите памтиме многу светски првенства, сите знаеме дека месец дена е вкупно. 30 дена беше од почетниот надпревар до финалето. Сега имаш 40 и нешто дена. А добро, гледам некои фудбалери поранешни, Ивковиќ на пример, голманот, катастрофа. Не му се допаѓа. Сега види, они малку постручно размислуваат, ама за поширока публика можеби за шанса, затоа што фудбалот е шанса на пошироки маси, не е елитизам. Сиромашните добиваат шанса да влезат, да направат кариера, да се Да, збогатат. ама освен Зеленорските острови, сите други се избламираа од Маливе. Знаеш, па и тоа е прашање. Еве ние отидовме на Европско и сега имаш од некои поранешни фудбалери, абе добро е што влеговме, ама дај да не се обрукаме. Добро се и ставиме таму. Курасао Да, јас- направи изненадување 1-1 Јас со не Да, можам нешто кој изигра, ама Не се толку беа, согласам тие со беа, толку, блески, да. толку. Олимписка важно ја се учествува апсолутно не мислам дека Е, фудбалот популарно нема. е да не се учествува. Ама, да се знаеш зошто го функционира. велам ова? Некои статистики, 30, секој 30 или 29 жител е фудбалер регистриран во светот. Од 8 милиарди колку има жители, 4 милиарди се фудбалери, затоа што е огромна бројка, не можеш ти да елитизираш Столе, да игра. реално. Например, Индија нема официјална лига. Ми кажуваше еден наш спортски работник, суди им праќал тамо, почнали тамо да се интересираат, нали Индија има друг интерес за спорт. Ама замисли Индија ако се уклучи која бројка ќе биде тоа. Столе, без разлика на све. Се согласувам со тебе дека тоа е за широки народни маси спорт, меѓутоа од денешно време фудбалот, од денешно време воопшто било кој спорт ако не вложуваш нема да добиеш резултат. Дефинитивно. Во ред, меѓутоа сега фудбалот е посебна сега, они се модерни гладиатори. Они ја читав дека по $9,000, $10,000 е на еден билет. Така на светско. Мислам, тоа е надвор од памет. И сега имаш 60-70 луѓе и имаш 22 кои што се језиво многу платени, ама носат, не знам, поддршка на овој и на оној, а кешот по 2 милиони. Тоа е лицемерие на Па се сеќавате ли Така. во време на корона, кој излезе тој научникот? А тогаш мислам дека некаде Роналдо направи Меси и Роналдо, да. Роналдо Така направи е. најголем 200 милиони или колку беше тогаш некој трансфер. Спортот беше. во Америка е трет највносен бизнис после оружјето и другата, така велат.
Значи најголемите пари се вртат во тие три нешта. Има ли можност некаква некој сега Лига шампиони да освои некој тим како да речеме Звезда што освои? Нема шанс. Не постојат тие можности тоа не е- заради неквалитет. Или романците стајува освои. Едноставно не ти дозволуваат. Сега нема шанси од овие помали. може Сте АУ да стане до шампион, па четвртфинале. кај може да сте АУ Затоа што едноставно фудбалот во Европа, како и сега во Европа, пошто главниот фудбал се игра во Европа, е пари. Луѓе живеат, не живеат, него заработуваат дебело. Збориме не с фудбалерите само. Тоа се бизниси, луѓе. Пецет, најва из Аргентина, Филиките се налути, да го поздравим и него. Не бе, ние сме на иста бранова должина со него, требаше и Ама првиот пат кога бев. керката е крсташе, дека му е жива и здрава Аргентина. Децата, синовите се сега како... Лео и Марио, по Лео Меси и Марио Кемпес. Тоа ја знам пошто со него исто се Кај тебе не знаеме влијае, долго години. кај тебе не влијаеше тоа, не? Не, кај мене се развија една страст кај деца кога беа мали, ама знаеш како има една конфронтација со родители, па едно време син ми почна за Реал, најавија. Тоа беше моето најголемо разочарување. Демократија, знаеш. Имаше торта роденденска со Реал и мене ми беше да си одам на полуроден. Моите деца имаат кај нас, имаат све демократски кај нас. Григори Дамјан знаат дека можат да навиваат Знаат за дека Ливерпул, а да можат и да навиваат. си одат од куќата и да ја напуштат. Значи може или навија или Што би рекол напуштат. нашиот продуцент Мите Демовски, сите имате право на моje мислење. Инаку за... И тоа е интересно, јас не го знаев. Папата Иван Павле II или Карл Војтила, како му беше граганското име, појакот. Тоа фудбалот е најважната споредна работа во светот, он го рекол. Ама не го рекол така, како што ние сега го кажуваме, туку рекол, сега баш го запишав, меѓу многу неважни работи на овој свет, фудбалот е најважната работа. Најважната неважна. Најважната, да, неважна. И он играл фудбал, голман бил сега. Така да, колку е моќен фудбалот, тоа сакам да ви кажам, Дали и сте затоа били ми е во дилема. Ватикан има, значи во централната на како си црква има цел дел соба со дресови кои што му се подарени. Значи од Пеле, Марадона, дресови, мислам дека на Сан Лоренцо беше не Јован Павле, мислам дека беше друг. И Аргентинецов што за- Аргентинецов, да, Френсис, за фан на Сан Лоренцо го пеат во така песни, е. така што има во Ватикан цел еден дел само посветен дресови. на фудбал. Да. Добро за Трамп сега, то Трамп. Америка фрст, како му беше сега и они на фудбалот така гледаат сега. Ако Они некој гледаат низ призмата на бизнисот. Да. Значи буквално ако сметаат дека доволно ќе се влезе количина на пари, ќе се на нафатат. капитал, натре ќе се нафатат да го направат како што А мислите дека и ќе ќе го би- направат на атрактивно тука, не сум Јас се кладам дека у финале, ако не е решено, дека он ќе дојде ќе го даде. Види, тоа се Ке случи се- во финалето на Мене ми е клубското страх да не светско. реши да игра. Да, да, да. Тој такво чувство има. Дали го гледаше она клубското светско првенство финалето кога се појави човеков и кога од Челси кој беше од англичани кој рече what the hell is he doing here? Буквално вака го глед пред камери. Значи не само што се појави, него сакаш беше главен лик, сакаше да биде и сега Ја ја укаде шоуто. Па не, Инфантинот чекаше да се трне, Да. а он се повлече, а ој остана. Се играше. Мораме да кажеме и тоа, заради политички причини, фудбалот им беше скратен како можности, како забава и на многу навивачи, например, од Иран, од Хаити. Тој судијата го врати од Сомалија, ама ФИФА испадна фер, му ги плати сите работи што требаше да му И бидат платени, УЕФА го како да е, зема за- како да е судија, како да судел на... А што им правеа на иранците со На иранците, да. со одење на Ги враќа, одма. да. Мислам срамно, тука треба мене во ред ставот на на Америка кон Иран, да речеме, тоа и ја го прифаќам. Тоа е. Мене ми е болно нешто друго, што сите останати големи имиња на светскиот фудбал, дали Молчеа, да. Молчеа. Тоа е немање на емпатија на, тоа е купеноста, тоа е кешот. Јас сум гледал, тоа е до срамно. сега имало бойкотирање на Олимпијадин, ама забрани не се сеќавам да имало. Или може би тоа што... Русија е надвор од сите Надвор од сите. компетиции веќе полого време, така што забрана кај нив постои. Не, зборувам за светски првенства кога имало. Ова е Русија цело време, ова е На крај за немаше сите забрана, напремари. сите што се квалификуваа учествуваа. Е сега перипетиите ги спомнаме пред малку. Иран сега. Да, Ке- и беше Русија висеше беше дали ќе дозволено му за дозволат. овој. Да, беше Не, ако се пласираш у финале, тоаш мораше да му дозволи. Не, ма секако му дозволија да ги игра сите Ама се надпревари. повлекуваш. Е па добро. Само им даваа 24 часа престој на денот на надпреварот во на американско На тло. умор, на подчинетост, на не. Да. Најскапа свадба на светот било
не знам, 870 колку е наградниот фонд што ќе го поделат репрезентациите. А добро, близу милиарда сигурно е тоа. Колку на пример Босна и Херцеговина 20 милиони колку доби од 29 мислам. Големи негде, ако пари се прочитав, опрашаја, да, така? Ако прочитав, да. Смешни Ја пари. не знам веќе што се големи пари. Тоа е страшно што се врти. Не, за федерации помали, како босанската, нашата се ќе многу спомнете, пари, тоа се точно многу за нив пари, се многу пари. и ако правилно се инвестираат, може да направиш уште еден циклус на уште една надеж дека може да видиш репрезентација, ако правилно се Преку инвестираат. се планира да направат профит околу 5-16 милиарди евра, што е не е голема. спорно. Не е Дури спорно. малку ми личи тоа. Да. Овака да кажам. Па може Америка, и- малку ми личи. Билетите многу високи цени. Сега гледав некој Ама во секој спорт се високи билетите. како се почетна цена 4.500 евра. Тебе слушна преска 50 и нешто долари рече си предплатил за МБА. 2006. 2017 јас бев со фамилијата четворицата на Барселона Атлетик Билбао, лигашка утакмица, 80.000 присутни, не постоеше цена за бебе или дете или слично, 75 евра беше во вториот ринг, најевтиниот билет и 4 билета ме чина 300 евра во тоа време. Ама Сега има ти си лицитација? член на Не сум член, немам такви привилегии и попусти, има Аха. такви моменти, меѓутоа таа цена сега истата е дојдена до 150-200 евра од надпревар, 300. најмал. Затоа што Така членовите што- и во Барселона, колку што јас знам, Соците, и на да. и социосите у Реал, значи имаат попусти Има, така. и друг тип на Знам, ама на ова цени. е, не знам како може, ајде да не зборувам за во ложите тамо, до 1.800.000 лицитации, 300.000. Како инаку ќе се плати 350.000 фунти неделна плата на некој играч? Да. Невозможно е. Значи, Столе, не еве може. еден друг пример ќе ти кажам. 2016 во Лондон бев и сакав да гледам некој надпревар Премиер лига и пробав тогаш се играше тој викенд едниот бев повеќе Челси Манчестер Юнайтед и двете екипи беа у долниот дел на табелата таа сезона, беа слаби. Аха. Немаше карти. Кај тапкарошите што ги викаме ние по нашки, фунти. беше нешто беше околу 300 до 350 фунти, од тоа време голема сума. Да. Затоа што на пример Тоа ти во го се видел. таа сезона добро се сеќам, годишна претплатна карта да речеме најскапа беше на Арсенал, читав 1100 фунти беше за сите надпревари домашни. Па тоа е Од прилика, збориме просечно, пошто нели зависно од позицијата, негде Тоа е е. малку поевтина, негде е малку поскапа. За тие И се услови имаше прифатливо. ложа што е многу скапа. Ама да речеме кога имаш во Америка е све тоа поскапо. НБА кошарка овие што ги гледаш у прв ред, тие не им се без пари, Джек Николсон и компанија. Добро, тие По се- 2-30.000 долари го плаќаат столчето по тие се напревар. маскоти. Смешка се за него кажеш, Да, ама многу има такви што не се познати личности, а што плаќаат. Уште една многу работа сакам да како да се цело време сега се враќа со Трамп, Америка на прво место суверенизам, а тоа што го гледаме на фудбалот, значи сосема нешто друго. Целосна, тотална глобализација. Се случува еден брат да игра за една репрезентација, друг брат за трета репрезентација, еден фудбалер може да игра за 4 репрезентации, и по баба, и по мајка, и по дедо. Значи, веќе нема граници во тоа. Јас веќе не би можел да гледам надпревар, освен одреени. Сега да споменеме Германија, да споменеме Швајцарија, Англија, Франција. Што е Франција, што е Англија? Значи веќе нема да се губи тоа. Решили тие ќе играат како клуб се репрезентациите. Еве ти Тоа еден сакам да ви кажам. податок, еве ти еден податок за една од најквалитетните репрезентации за мене, што немаше успех ова, Мароко. Првите 11 никој не е роден во Мароко. Од Сите репрезентациите. се во Европа родени. Да, а Франција сите што ја зборуваме, а во Франција само Олис не е роден во Франција, у Да. Лондон. Ама Лис може ли за Англија да игра, така? Да, И за побава е. Нигерија, и за и за Сите уште во не Франција може да се се сетам родени која таму. четврта, да. Сега потеклото тоа Значи, е. има ваква ситуација, дозволува прописите заради етничка определба да можеш да и Јамал теоретски можел да игра за Мароко, пошто Да, има да, мароканско има потекло, А, ама Јамал е Чак Да. нема врска ни тоа, Боме Келеп како играше за македонска? Да, тие се Ама кај FIFA е натурализирани, малку да. построго Рубенс. Ама да речеме Брахим Диас конкретно, пошто знам дека играше за Реал, он се надеваше дека ќе добие позив од Шпанија до пред некоја година, не го добиваше, а игра за има младински конкуренција селекции голема, и доби позив од повик од Мароко и се прифати да игра и сега имаме и младен играч Мене во ми е Мароко. тоа најубавата селекција. Вака. Мене ме разочара искрено. Ја мислам дека ќе Многу изненада тоа светско Норвешка или Мароко. И ме разочара искрено. Норвешка Па ја може би очекував. беше поблиску, Мароко некако дали тој синдром на
дека сме помали. постколонијално некое владење, Така, па сега знаеш ние сме им подредени, нешто. Така ги почнува. Робовски менталитет, И пак комплекс изгубија во листачи како одбрана пред на 4 години. норвежаните Пеце, ако е точна таа информација, нели читаш и се среќаш со мноштво информации, на надпреварот со Англија пола биле со некаков вирус и со таков настапиле, така да не биле у топ форма, да Како речеме. Бразил у Франција со Франција која е у Париз која. Мене Халан малце со изјавата ме зачуди, рече дека ги почитува многу по завршувањето на надпреварот и дека секој си има дрес Англија со него плюс. Маци тоа ми беше Тој е знаеш роден во како Англија. да. Роден е во Роден Англија. игра за Англија, Манчестер да. Сити, така Да. што мислам дека мотивот не беше може да нешто Се преголем. интересно, па еве и кај на Балкон ти е. Стравинот како се викаше за Бајер ќе игра и за германската представација Павлович. 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 Не играше. Можеби Стојковиќ му рекол ќе видиме дали ќе добие шанса, битно е да тренираш и он прифата за Германија. Лапорт на пример. Он може за Франција да игра. Да. Он е баскет од француската страна таму. Потекло. Не го препознал Дешам, не го викнал, отишол на друго место. Така да малку ми се или Хрватот од Бајерн, он одлучил за Хрватска да игра, така? Да. А може ли за Германија? Како се викаше Стани? Значи, во животот на еден фудбалер Столе, се комплетираш целосно во својата кариера ако имаш и успешен настав во репрезентација. И они некои од тие фудбалери и калкулираат со каде би можел да добие поголема шанса, каде да игра и каде може да направи одбележување со својата игра. И затоа ги имаш таквите моменти, тоа не е спорно, апсолутно. И Кулушевски можеше да игра за Македонија, ма одбра Да, и да не го Кулушевски. викнат. Да не го Не, мислам дека не одбра играше како да и не го одбра македонското сценарио да не се пласираат. А имаме и други ние такви примери. Кога одбива, како се викаше тој времето на кој беше? Не, имаме пример? успешен пример, да пример со Аријана Деми. Он прифати да Е, игра да, за он е многу, Македонија, така, да. а играше у младинска А можеше селекција у на Хрватска, Хрватска, да, да, беше сериозно. А изворен фудбалер можеше во Хрватска да Значи 2014 светското првенство беше на поширок список и очекуваше дека ќе го викне според тоа на што ја го знам. Не го викна тогашниот селектор, беше еден од браќата Ковач, мислам дека беше, не е битно. И после тоа практично се сваќа дека тешко дека ќе се пробие и ќе добие шанса. Му се јавува нашиот дечко, така да речем, Агим Ибраими, што играше за нас, роднини се нешто, и го вика и прифаќа да игра за Кај нас. нас е малку различно, односно кај помалите репрезентации, барем мислам дека е малку поразлично сакањето или несакањето да се игра за репрезентација, затоа што кај нив е многу важно да играш во репрезентација, затоа што таму ќе може да се продадеш, тоа е одскочната таска. Вие големиве што веќе играат во големи Национална клубови, гордост име, веројатно. нема национална гордост име, ама тоа се гледа на терен по тоа. Тоа не може јас најстрано не сум навил никогаш за Аргентина, меѓутоа вчера како ја пеја химната, тоа е бре, едноставно да не навијаш, гледаш и викаш свака ви час ке навијам за вас. да завршуваме полека. Панини собравте ли тие албумите или? Не. Овој пат скокнав, инаку јас Ама скапо, веќе Скапо, скапо. Да. И ја го скокнав. Да, овој пат скокнав, инаку да, собирав и како мал и собирав и со моите деца малце Европското 2021 Првиот ми со е Македонија, првиот Шпанија полн, 82. исто 82, првиот пробан не полн Аргентина 78, Бразил 2014 исто полн, ама Франција го собира 2016 Европското, Панини, овој пат има право Пеца, малку финансиски Ја ги собирав и Русија и Европското, меѓутоа со 900 и нешто сликички и И јадарка кадрила скоро, некако много. и квалитетот на истите и некако не ми се допаѓа. Англија не ја фативме тоа да полека да Јас другото само на полуфинал. тие Сами се Грција кога игра само на опачки вака ги лепам. Согледате на. Ама и тие ништо, има еден Англија, висок- ја очекував многу повеќе во полуфиналето. Англичаните Да. класична Саки грешка го читав, на Саки разочаран, на викам што селекторот- живота да имам не навивам за Аргентина, ама разочаран од Англија. класична утка на селекторот, синоќ уште имам импресии се од синоќешната. Ама финалски нели зборовме тоа е донесен затоа што кај англичаните досега ретко им се погодувал тренерот. согласувам. Ова е втор странец ке ни Се Феликс, согласувам, мислам дека меѓутоа беше. кога ќе почне Ќе видите што пред ќе стане почетокот на емисија малку разговаравме, нели? И се согласувам, Рубенс тоа го кажа ми се чини у неформалниот дел. Значи кога ќе почне германец да калкулира, тоа се губи све. Не, тогаш не Да, грама. тоа е, Ќе видите што значи тренер сега на следниве квалификации, следното прво европско, Клоп доаѓа во Германија. тоа ми го Ќе видите земав што зборот. Дали значи е ова репрезентација. Ја го сигурна почитувам информација, исклучително. проверено? Ова е за Ливерпул. Јас го обожавам не Клоп, заради да. Ливерпул. Едноставно Позитивен човек е. филозофијата негова ќе растури. Директен Ќе растури. фудбал. Директен фудбал. Германија има таков тим. Тој Вирц ќе го направи да биде пута 7. Баш кај вистина има многу моќна селекција Германија. Тоа беше. Значи само уште мала дигресија за Англија. Да ги имаш Рашфорд, Мадуеке, Сака, Мајну, А стојат на- да,
а и ти го вадиш Гордон што ти даде гол и Деклан Рајс што ти е камен стол у средина и ставиш двајца одбранбени, што ќе правиш ти? Ќе паркираш автобус, па ќе пукнат стаклата од автобусот. Тоа во 85-та минута може да го правиш. А што се случи, се исплашија дека Ја мислам дека се играт у исплашија финале? дека ќе влезат у финале, да, токму така. Не мислам дека е плашење, мислам дека е толку знаење, да не намалуваме на Аргентина и они земаа грабна да играат, така. И едноставно ја загубија, ова е кукавица очигледно. Тухел. Мене англичаните ме немаат карактер веќе со децении наназад и мислам дека тоа е најголемата болка кај нив. Едноставно немаат карактер кога ќе влезат аргентинците или шпанците сега. Како белеше мој пријател фотограф Вардар која освои шампионската титула кога беше во најголемата криза во Лига на шампиони, ракометна. Војхев, вика, на лицата им се гледа дека ќе ја земат. И викам, нема шанси, плата нема земат. Не им се гледа во погледот дека ќе ја земат Лига шампиони. И ти имаш репрезентации во кои што погледот и во ставот им се гледа дека одат до крај на цел, а кај англичаните не го гледам тоа. Ставот на англичаните им е It's coming home, што е лажна девиза, не потекнува од Англија, потекнува од Кина фудбалот. Значи прво лажна е приказката што ја имаат. Дома, не само дома може да си одите, не може да дојде фудбал домот и не е тоа дома. Ама не е не е земјата која што потекнува официјално како земја во која што настанал, нели, модерниот фудбал. Како Јасно. Тоа е историјата како луѓе што сакаат фудбал, следат, играт. Нели е малку поразително и на ова првенство човек со 40 години да биде најдобар. Не, тоа докажува дека е гени. Не, тоа докажува дека млади ја нештата не на ова првенство дека добро игра, ама не експлодираше. Дека нештата се менуваат, дека веројатно тренинг оние процеси, сето останато одржување на организмот се менува, еволуира и ама Савичевиќ рече не можеш да ги споредуваш Роналдо вика и Меси. Кај Роналдо е физикус 70%, 30% талент. И на 40 години вика физикусот се губи, а кај Меси е 70% талент, 30% физикус. Ама може да игра на 39 години 120 минути. И вчера креираше 2 акции, 2 асистенции и практично донесе победа. Во иста реченица не може да влезе. Сите параметри ако ги видиш на неговата игра, тоа личи на играч од 26 години, Мбапе. Ама тој не Има и најмногу дриблинзи имаше. Има и најмногу така. На вчерашно најмногу дриблинзи имаше. Фудбалот, тоа е маната на европскиот фудбал посебно сега. Сте гледате играч што дрибла? Англија посебно, јас ја сакам англиската лига. Таму не постои дриблање. Таму им викаат не мора да дрибнеш. Важно е ако те дрибла не е проблем. Ти имаш само физичка кондиција да дојдеш уште еднаш пред него. Никој не дрибла. Меси дрибла. Да. И убаво е. Сите аргентински играчи крв ќе преплукаат за да успеат и работат за Меси. Сигурен сум дека му рекле можеби улице, не мора да трчаш у одбрана, ние ќе истрчаме сите за тебе. А не трчал, па и пред тоа не трчал како Има и еден друг момент, сите тренери тоа го викаат, кај него има тоа природата дарба му дала, верувам дека вика првите 20 минути снима како се движи над преворот и после тоа вика настапува играта негова. За него се тврда дека он пет чекори однапред ги знае по тези. Значи меѓу линии и така натаму. И сега во ситуација тука нема да се согласиме може со Пеце, имаш јас според мене, моје лично мислење дека Меси е генијалец и екстра играчи се во таа Аргентина, Енцо Фернандес, Алварес и веројатно Мекалистер еве за вчера одигра, вчера одигра брилјантно. Да, а дека другите се не се екстра класа, ама работа за него. Значи Родриго, Де Пол, Паредес и останатите тие ако треба и ќе скршат Отаменди и така натаму. И Мекалистер може да игра за Ирска, има и ирско потекло. Така е, ирско потекло има точно така. Ирско или шкотско, не знам, но и татко му има играно за селекциите на Аргентина. Да. Финалето кажавме нешто. Шпанија, Аргентина. Сега да кажеме кој за не може да се одлучиш, Пеце. Ти ќе се одлучиш? Ја мислам дека ќе победи средниот ред на Шпанија. Мислам ја не можам се одлучам, ама рекол дека шпанците очекувам да освојат. Да, како Родри мислам дека немаат аргентинците таков мозок на средина на терен. Баш. Па таков човек кој што држи конци, нема таков во Аргентина. Имаат стравично добра одбрана, се многу мокен колектив. Се вака кога си го вратиш од почеток првенство, ти сваќаш дека они точно темпира што сака. Ама има и мачиге два надпревари на крајот со еден гол така со Португалија. Ама со Португалија ги расшамара, само што не влезе пред тоа. Ги утепа како. Они имаат многу мокен тим. Сега според мене Аргентина ќе победи само ако можно е, многу веројатно,
гениот на Меси да даде од 25, да ги помине сите, да даде гол, да даде асистенција која што не може никој на свет да ја види. Динг, она надворешната што ја даде и така натака. Само тоа мислам. Два типа на игра има. Значи Аргентина имаш страстена и темпераментна игра и игра за Меси, и Шпанија која што имаш разум и игра за сите. Сите играат за сите. Затоа Ламин Јамал не е во прв план на ова првенство. Затоа не е. Да имаме консензус со сите тројца, мислам дека во битката меѓу најквалитетниот фудбал на ова првенство, реално, и најголемото срце ќе победи сепак најквалитетниот фудбал. Давам предност на Шпанија, само како дополнение, затоа што она што вика Рубенс може некоја гениалност на Меси да се случи, меѓутоа ако еден киксне од шпанците, други двајца покриваат, тоа го правеа многу вешто. Со Франција ја гледав уште еднаш на реприза, мислам дека тоа беше баш час по фудбал. Реално, да, и ако изиграат така, мислам дека Аргентина ќе нема шанси. Англија и Франција ги коментираме. Не, тоа е најневажниот надпревар на светското првенство, реално не заради Англија и Франција. Јас сакам таму Франција сакам да победи. Да, нема мотив таму. Англичаните ни бронза да не земат. Да, не ги сакам. Абе за Ливерпул навијаш се, немој така. Нема врска, we are scousers. Столе, ама нема мотив тој надпревар. Таму би имала мотив само некоја мала земја како што имаше Хрватска 98, па ја победи Холандија за трето место. Евентуално, нели, тоа е тоа. Инаку најневажниот надпревар. И Франција очекувам дека ќе победи. Јас благодарам Фидановски, Младеновски, Муратовски со тоа што заврдал Како не прочита као член на репрезентација. Заврдал. Добро е што не пееме на крај Ај вака да завршиме сепак да испочитувам. Пишуваш песни, нови песни има, концерти, свирите, кажи ми една реченица, две. Активни сме. Да, радови сме сега оваа сабота. Радовиш? Да, по долги години. Кај свирите Радовиш? Има вински двор некоја манифестација, после 15 години одиме. Браво, Радовиш? Да, таму имам една интересна случка, пред 15 години свиравме една манифестација Свети Спасо Радовички и таму прв пат го по долго време Игор Џамбазов меѓу даските се криеше од нешто тогаш, не знам што правеше. И некој ми прави ова е за книгата, излегува книгата наскоро за Суперхикс монографијата. И тоа е една од анегдотите, вака гледам меѓу даските и Игор Џамбазов со ѓуруците имаше капче едно. Што правите бе, ми вика? Што правиш викам ти овде? И таа анегдота ми остана. После 15 години сме таму, одиме во Струмица, Есфест, Делчево свириме на 7. Имаме една мисија, 4 последни градови не освирени во Македонија да ги освириме. Тоа се Делчево, Пекчево, Македонски. Делчево кај Марија Николовски не сте свириле. Како бе така? Таму е семафори еден. Веќе сме во контакти со градоначалници, со општини, со манифестации и сакаме да ја заокружиме таа приказна за Македонија. Обединета да биде. Обединета Македонија. Сите градови официјално затоа што се јавиат тука и градско не сте били, извинете, меѓутоа градско не би треба се симнете сега. Добро. Не, ќе ги освириме тие, меѓутоа ова се официјални градови, последни 4 мора да ги освириме, тој рекорд да го заокружиме. Не знам дали ќе бидеме ниствините што настапиле. А по села сте свириле? Јосифово, Богданци, Вевчани, Миравци. У Миравци сте свириле? Да, Миравци имаше една дискотека, нови пари за песни жал не постои. Како? Нови песни. Спремаме, полека. На терене. Финалски фокус како оди? Одлично. Се работи. Се работи. Да, новинарството ми е покрај спортот, нели? Ја почнав како спортски новинар. Од телевизија у печатен, ама и претходно имаше. Јас почнав како печатен. Новинар во печатен. Ти си дете на Нова Македонија. Спортска вечер, почнав 90-та година, 4-та година средно. И од тогаш ми тече новинарската кариера со некои прекини, мали, ситни, војска што сум бил или не знам што, и така натаму. 30 и нешто години. Муратовски, мачки на глава со Венко, со... Пачки на глава, на падот Дејан. на Масада, да, као си спасеаќе веќе одиме август на Улиците пеат беше и со нив така. Да. Со као ќе одите, ќе шетате на балкон. Будва одиме и така натака, веројатно ќе има и поголема турнеја ни. Дали си дел од оној мюзикл што се подготвува? Јас сум повикан, ама не знам што ќе се случи уште А баш. тоа за независност. Со 120 на актери, музичари. не, Јас сум дел од не, екипата, ама уште не знам што не ќе знам. Па прави. мислам ништо Пројковски не исто знам, тоа. Пројковски е вклучен, да. Ама Ама кој е Ќе биде идејата? подолго време веројатно. не знам што ќе биде. Чекам повик. Благодарам многу на разговорот. Нека победи Благодарам на тебе. најдобриот и Нека како победи Македонија Атанас и нека ја Костовски. пеат химната си. Јас ќе рекам дека победи подобриот од Аргентина и Англија, односно Аргентина. Ја само Така и ќе дополнам дека овде сите сме не важи за водителот, сите сме за Вардар, ама дали признаваме не знам. За Вардар, ама не признавам. Имам и реплика за Пеца на крај. Ајде. Corner taken quickly. Тој знае зашто станува збор.
Тоа е вечна болка на сите блаугранисти. Кој направо, да. Блауграна беше салата, така се викаше на Барселона. Го уништивте играчот. Плаво-црвени. Да. Плави. Да. Така. А тој корнер што го спомине се игра за Реал Мадрид иначе. Да, го уништивте играчот. Не уништа. Не е тревата позелена на друго место. Да, мислам дека најголемата болка во последна поновата меч историја беше тие 4-0 Ливерпул Барселона, по оние 3-0 и оној гол на Меси. Гол. Нема да го простиме тоа. На Адисон да му даеш така. Иако сум голем симпатизер на Ливерпул, ама тоа не се заборава. Пожелувам вашите клубови да имаат успех и А посебно мојот. посебно Ливерпул. Благодариме на поканата. Стадион. Емисија за вашата вистина. Ги слушнавте Зоран Фидановски, Петар Младеновски и Рубен Смуратовски. Слушајте фудбал и гледајте фудбал денеска. За трето место Франција, Англија и утре големото финале. Шпанија, Аргентина. За фудбалот уште една информација. Трамп, американскиот претседател, изјави дека би сакал Соединетите американски држави повторно да бидат домаќини на светско првенство, но овој пат без Канада и Мексико како коорганизатори. Трамп го изјави ова на прием во Трамп Тауер во Њујорк во пресет на финалето на светското првенство. Треба повторно да ги изберете Соединетите американски држави, но овој пат ќе ги изоставиме Канада и Мексико како домаќини, рече Трамп. Знаејќи го однесувањето на Инфантино во врска со црвениот картон, мислам дека ќе му удоволи на Трамп Инфантино. За фудбалското светско првенство уште една информација. Само ФИФА, слушнавте еден таков податок, ќе направи профит некаде околу приходи вкупно, колку е тоа профит? Околу 14 милиарди евра. А од туризам, од се друго, од луѓето кои што доаѓале во Мексико, Канада, особено во Соединетите американски држави, мислам дека многу повеќе пари се направени од овој спектакуларен настан. Сигурно 50 на милиарди. Замислите колку пари се тоа. Македонија оваа година ќе направи бруто домашен производ близу 20 милиарди долари. Сега, само еден настан колку пари носи. Ова беше се за фудбалот. Следува за крај на денешното издание на емисијата Стадион нешто сосема практично, прагматично за сите оние кои што работат на црно, оние кои што сакаат сето тоа да им биде осигурано, регулирано. Оние кои што се 15-16 години, кои што до сега не можеа да бидат ангажирани официјално. Пензионерите во 4 сектори, кои се тие сектори ќе слушнете во разговорот до крајот на емисијата Стадион. Ќе слушнете нешто повеќе за законот за работно ангажирање на лица или популарно познат како закон за сезонско и повремено вработување. Кристијан Трајковски од Центарот за истражување и креирање политики зборува за овој закон, за овој проект, за овој процес кој што има носечки наслов Фер ангажман. Стадион. Емисија за вашата вистина. Трајковски, за што станува збор? Претежно во јавноста луѓето кога зборуваат за ова се фаќаат за пензионерите. На пензионерите има возможно да работат на легална основа. Што се друго може тука да биде опфатено? Благодарам за прашањето. Токму така, некако не срекну што од самиот почеток се врза овој закон за пензионерите, што во суштина не е така. Туку целта е со овој закон да се даде една легална правна рамка, односно со законот за работно ангажирање на лица, да им се овозможи на сите оние кои што работат во посочените 3 дејности главни опфатени, односно земјоделството, угостителството и туризмот, како и услугите во домаќинството, да најдат соодветен начин да го формализираат својот труд, односно да влезат во рамки на формалната економија, да ги уживаат правата од регулиран работен ангажман, што досега не беше случај и како што веќе посочивте во ведниот дел од емисијата, имаме ситуација во кој што граѓани кои што сакаат да работат немаат досега можност, но има и такви граѓани кои што досега работеа, но нема начин како да влезат во рамки на формалната економија, особено тука зборуваме за вработени лица кои што, да кажеме,
дополнителното работно време го користат за да работат нешто неформално, потоа зборуваме за студентите кои што плашејќи се да ги изгубат. Ова и за втора работа, значи тоа е познато на запад, некој кој што работи како редовно. Дополнителна, да, бидејќи секако нели согласно законот за работни односи повеќе од 12 часа не може да се работи во текот на денот или нели они вкупни работни часови на ниво на седмица, така што зборуваме за оние неколку дополнителни часа кои што законот дава можност да се работи како дополнителна работа, е токму можност за вработените лица. Важно е што ова новина практично која што произлезе од стратешките определни на државата за формализација на неформалната економија, гледа да практично ги опфати потребите и искуствата, односно ги гледа двете страни во процесот, па така да кажеме на страната на работно ангажираните лица, на граѓаните е предност што да кажеме нема да го изгубат статусот кој што веќе го имаат стекнато. Тука зборуваме за статус на здравствена, социјална заштита, да кажеме старосна пензија, семејна пензија и така натаму. Сите оние бенефиции кои што ги уживаат по некаков веќе основ, како што споменавме, дали е вработено лице, невработено лице, пензионер, студент и така натаму, не ги губи веќе стекнатите права доколку согласно овој закон се ангажира. Пензијата, на висината пензијата, пензија ќе се плаќа за дополнителните часови што ќе ги работи некој, еве како втора работа, да речеме. Така, значи досега ќе се прават нели тие пресметки кои што си ги прави пензиското, односно фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Она што е важно е да се напомене дека секој кој што е пријавен по основ на законот за работно ангажирање на лица се стекнува со формална пријава, значи во агенцијата за вработување, и за него се уплаќаат персоналниот данок, како и паушалниот износ на пензиско осигурување, како и осигурување во случај на повреда. Практично со секој работен ангажман тој добива ден стаж кој што му влегува во неговиот стаж, но и нели пресметката која што се добива врз основ на уплатените средства за секој работен ангажман. Зашто не се вклучени таксистите, шоферите? Таму има многу глад за Токму така, тоа е често прашање кое што се поставува од страна на граѓаните, дали во разговор со нив, дали во вакви дебатни мисии. Прашањето кое што се отвара се чини навидом релевантно, но во суштина не е така, бидејќи овде зборуваме исклучиво за сезонска и повремена работа, значи работа која што има карактер на непредвидливост, која што зависи од временските промени, значи погоди или не погоди. Може полесно да речеме со овој начин на ангажирање да се менаџираат човечките ресурси, бидејќи да кажеме во земјоделието во екот на сезоната на берба значително се зголемува потребата од дополнителен работник, додека да кажеме еве таксисти, шофери и така натаму, тоа е работа која што е во континуитет потребна во текот на целата година, во 12 месеци или со години и така натаму. Значи не станува збор за работа која што зависи од временските услови и не станува за работа која што е од повремена природа или дека тој таксист ќе работи сега, па утре нема да работи и така натаму, туку практично законодавецот со овој закон се обидува да ги опфати оние сектори на дејност и оние работни ангажмани кои што во суштина се сезонски и повремени, кои што во суштина не се предвидливи или кратко трајат. Значи за кој сектор станува збор? Фармери, земјоделие, ресторани, хотели, мотели, кафулиња, организирање настани и домаќинства. Ево домаќинства, објаснете ми. Да. За најчисто што? Станува или збор... чување на стари лица. Така, станува збор за една категорија која што досега не беше опфатена во нашето законодавство. Станува збор за услуги во домаќинството, кои што подразбира токму она што го споменавте. Значи, чување на деца, чување на стари лица, мали поправки во домот и така натаму. Сето она што досега сме викале, да речеме некаква услуга, да некој испеглалишта, да исчисти, да ги почува децата на неколку часа, да речеме, или грижа за старо лице кога станува збор. Сето она што ние го имаме како граѓани, како искуство, сме ги користеле тие услуги, сето тоа било досега неформално, бидејќи сме немале начин како
да практично му искочиме во пресрет на тоа лице кое што го ангажираме, да си добие некакви права, но и ние како граѓани сме биле во една сива зона во која што влегуваме во некаков однос со лицето кое што го ангажираме, меѓутоа тој однос е неформален и ние немаме ниту правна, ниту било каква сигурност од исходот. Така што сега на овој начин тие кои што имаат можност да или имаат потреба да ангажираат лице кое што ќе се грижи за деца или за стари лица или да исчисти низ домаќинството и така натаму, може да си го направат тоа формално со неколку клика и да направат практично да воспостават формален работен ангажман. Зошто би го правил ова, кога можам пак да продолжам на црно, што се плашам од инспекција или што добивам повеќе со ова? Споменавте веќе пензиско, здравствено, дополнително. Токму така бенефициите се на двете страни, вклучително и државата како трета страна која што го регулира овој однос. Значи на страната на работодавачите што е предноста? Предноста е што во моментов со овој закон добиваат простор да ги ангажираат сите оние лица кои што досега работеле, но немале начин како да ги пријават и ги плаќале, да речеме, дали на рака, во плик и така натаму, односно во таа сива зона или работа на црно колоквијално како што може да го кажеме, така што добиваат сега можност да доколку дојде инспекција, доколку се случи не да боже некаква повреда. Значи ние секогаш зборуваме за паричниот дел од одговорноста, која што ја имаме, да речеме и да нема да го пријавиме работникот, но што ако работникот се повреди? Значи тука веќе зборуваме за кривична одговорност која што следи, така што во оваа ситуација сите оние кои што на овој начин имаат потреба, сега ќе можат да си работат легално, да ги исплатат на трансакцијска сметка без да вадат средства од сметка, па да наоѓаат начини како тие средства да ги оправдаат и така натаму. На страна на работно ангажираните лица, односно на страна на граѓаните, предност е, како што споменав на почетокот, да не ги изгубат своите права од социјална и здравствена заштита. Значи не ги губат пензиите, не ја губат социјалната заштита, не ги губи правата кои што ги има во агенцијата за вработување, значи натаму е активен барател на работа. Како студенти, пензии, родители, наследни и така натаму. Точно. Сега од друга страна државата практично регулирајќи го овој однос добива дополнителни средства во буџетот кои што може да ги намени за унапредување на услугите. Има ли ограничување возрастна, старосна, до кога може ова да се? Не постои горен лимит, не постои горен лимит со оглед на работоспособност. Долен постои? Долен постои, бидејќи согласно законот за работни односи лица помлади од 15 години не можат да бидат во работен однос. Меѓутоа исто така постои ограничување дека малолетни лица па не можат да се грижат за стари и грижат деца да имаат, бидејќи зборуваме за малолетни лица кои што не можат да преземат таква врста на тако видна одговорност, така што зборуваме за долен лимит кој што го имаме, горен немаме, така што сите граѓани кои што практично се чувствуваат 15 години може во кафулиња, во ресторани да се работи берење грози и така натаму, може да се ангажира тоа и се да биде регуларно. Токму така. Значи за сите дејности кои што спаѓаат во земјоделието, значи на веб страницата на Агенцијата за вработување преку проектот Подобри услови за вработување на сезонските работници во Северна Македонија се имплементира од страна на Германското друштво за меѓународна соработка и Центарот за истражување и креирање политики. Направена е токму таа надградба на самиот систем, каде што ќе граѓаните можат практично и сега во моментов да отворат веб страницата, да се логираат на Агенцијата за вработување и да видат кои податоци им се потребни за да направат пријава. Меѓутоа таму и ќе можат да видат и кои работни активности се излистани. Да кажеме во земјоделие тоа е садење, жнеење, берење, плодови и така натаму. Во угостителството тоа е бармен, кувар, готвач. Значи зборуваме за дејности кои што се специфично излистани, кои што можат работодавачите и граѓаните, значи и јас како индивидуа и вие може да направиме. Ова важи ли тоа е друга процедура и за луѓе што ќе дојдат од странство, мигранти, затоа што тој недостиг на работна сила ќе се пополни, или вака, или така. Така, токму така, тој недостиг на работна сила постои. Токму овој закон исто така на некој начин допринесува кон пополнување на тој недостиг на работна сила во државата, бидејќи се овозможува формализирање на работата на многу голем број граѓани кои што
досега не можеа да работат, меѓутоа важно е да се напомене дека околу странците тука потребни се некои дополнителни усогласувања во законската регулатива, меѓутоа и самиот закон кажува дека оние кои што имаат регулиран престој можат да бидат работно ангажирани. Што значи за плата, што значи тоа? Колку има ли некој минимум, има ли некој ограничување или кој колку дае? Нема ограничувања, значи немаме горен лимит колку може да биде дневницата. Минимално нешто има. Меѓутоа не може да биде пониско од минималната часовница или дневница која што е утврдена согласно законот. Како обврска и товар за работодавачите, што значи ова? Веќе спомена некои работи, меѓутоа во пари колку е било? Во превод, народски кажано, да речеме за 1500 денари дневница која што треба да ја исплати на работникот, некаде има трошок дополнителен од околу 240 денари или вкупно да не погодувам, имаме трошок околу 1889 денари. Тоа значи дека 1500 денари одат на сметка на работникот. Персонален данок се исплаќа во износ од 166 денари, за пензиско се 217 денари, додека паушалот за осигурување при повреда е 6 денари. Она што е важно е дека доколку и дневницата е 2000 и 3000 денари, паушалот за пензиско осигурување и осигурување при повреда останува ист. Не е прогресивно да расте. Не е прогресивно, значи данокот си е 10% нели. Може да дава и повисоки плати, сумата која што износот треба да го плати е истиот. Токму така. Значи, доколку да речеме дневницата која што се исплаќа за овој работен ангажман е 2500 денари, 10% се нели персоналниот данок кој што си е стандардно се исплаќа, меѓутоа овие паушали од 276 денари ќе останат исти. Да. Околу комплицирањето на пријавувањето на ангажирањето. Порано треба да се оди во завод за вработување, хард копи, каква е сега процедурата? Тоа е многу интересно. Значи, ова е, би рекол, еден голем чекор кон дигитализирање на услугите во државата. Значи, како што рековте, доколку досега требаше да се отиде на шалтер, па да се отвори, нели, па сметноводителот, па да. Адвокат треба да плаќаш, па. Значи, и јадници чекори кои што некако ги оптеретуваат граѓаните, сега е многу едноставно. Значи, за регистрирање согласно, односно за извршување на пријава на работен ангажман согласно законот за работно ангажирање на надградениот софтвер кој што го споменав во Агенцијата за вработување, во неколку чекори се прави пријавата. Значи му се потребни само добра интернет конекција, значи за да може да пристапи до веб страницата, му е потребен матичен број на лицето кое што се ангажира, трансакцијска сметка и телефонски број за да може нели лицето да го потврди работниот ангажман. Цена се да речеме за 2 до 3 минути може да се пополни пријавата, бидејќи е многу лесна. Ги охрабрувам сите да направат еден тест да видат како тоа изгледа. Бидејќи навистина станува збор за многу кратка постапка, нема потреба од одење на шалтери, нема потреба од бирократија, нема потреба од некакви печатени документи и така натаму, значи се електронски, се е во неколку чекори, брзо, лесно и едноставно. До кај стигнавте, какво е искуството до сега? Имаме луѓето не знаат, треба да се запознаат прво, а постои интерес или не се многу заинтересирани? Какви ви се фидбекот како ви е? Значи имавме во рамки на проектот кој што го споменав, подобри услови за вработување на сезонските ангажман. Токму така. Во рамки на проектот кој што го споменав, ја спроведовме и кампањата Фер ангажман. Значи тоа беше една навистина обширна кампања која што офати различни начини на комуницирање на јавноста. Практично законот се промовираше преку социјалните мрежи, преку радио, джинглови, преку радио телевизија, значи е веќе во етер и на националниот сервис. Меѓутоа исто така е важно да се напомене дека заедно со Министерството за економија и труд и Агенцијата за вработување работевме и на терен. Практично им дадовме поддршка да ги информираме граѓаните директно, така што во рамки на кампањата Фер ангажман одевме директно во градовите и на тие информативни сесии кои што ги нарековме инфоденови за Фер ангажман, имавме можност да се сретнеме директно со работодавачите, со работно ангажираните лица, со земјоделците, хотелиерите, угостителите. Требаат како и викаат они аргати им требаат. Токму така. Нив им требаат аргати, на угостителите им требаат келнери, значи секој има различни потреби, секој има потреба од дополнителен работник и морам да кажам дека постои навистина голем интерес кај засегнатите страни, односно кај работодавачите и кај работно ангажираните лица. Со тоа што видовме дека граѓаните површно беа информирани, така што овие сесии навистина
доста беа корисни, бидејќи навистина се забележа дека каде што и беа се сиви, имаше и доста интерес по тоа, доста јавувања, доста и пријави во самиот систем од тие региони каде што беа покриени, така што имавме информативни денови во Охрид и во Струга како главни туристички центри. Потоа имавме информативни денови во Тетово, во Куманово, во Старо Нагоричане бевме исто така, во Неготино, во Струмица. Значи постои интерес. Не го сваќаат ова како ограничување, како законско врзување. Апсолутно, значи го сваќаат како можност, како некоја новина, секако нели кај нас постои се уште таа недоверба на нови промени во системот или на новини кои што се имплементираат, така што токму тоа беше и целта на оваа кампања, да ги информираме за позитивните промени, позитивните начини на работа, на добри практики, така што мислам дека навистина имаше позитивен ефект на охрабрување. Ако не ми платат, кај да се пожалам? Или синдикат важи ли? Или треба да тужам? Може да се организира синдикално. Тоа мора да го предвидиме. Мора да го предвидиме и тоа се предвидува, значи работно ангажираните лица може да се организираат синдикално, апсолутно може да си ги бараат своите права. Важно е токму тоа што го споменавте сега на крајот. Зошто е важно да се пријават, односно да им биде пријавен работниот ангажман, токму заради овие причини. Доколку да речеме работи непријавено, тогаш нема начин како да си ги побара средствата. Сега, веќе во Агенцијата за вработување поднесена таа пријава. Тој систем е поврзан со управата за јавни приходи и автоматски му на работодавачот му се дава налог за плаќање на персоналниот данок и дневницата, а на крајот на месецот практично повторно од управата за јавни приходи се добива информација за налог за плаќање на паушалот за социјално и здравствено осигурување. Што да резимираме, тоа е добра шанса, не чини многу за тие што ќе ангажираат, не се големи износите што треба да ги платат, а за оние кои што ќе бидат ангажирани, кои што ќе работат, дополнителна шанса да заработат, и да си го подобрат пензиското конто. Во тие пресметки сигурно ќе бидат земени и овие паушали што ќе бидат исплаќани. Зборувам за луѓе кои што се пензионери, ама и за луѓе кои што работат една работа, ова ќе биде дополнително за нив дополнителен бенефит. Кристијан Трајковски, Центар за истражување и креирање политики, благодарам за разговорот. Стадион, емисија за вашата вистина.